од Прилеп дојдоа со бебе на концерт и ми снима, ја сежам така. Она, значи, Прилеп дошле плетвар го возиле со сопругот за да дојдат на концерт на ДНК. Јас се смеам, кога викам, вие сте ненормални, кога ја не би отишол. Ние сме израсли на улица, ја и Андрю Дебар до 7 оделение живеел. Ја немам влакна на јазик, затоа и многу сум едноставен, ама ме боли и не трпам неправдени. Мене ми е криво тие деца кои инвестирале, па викнете ги дајте им 300 евра за тие 3 песни. Викнат 10 луѓе такви, а овој пее кавер, пее све остало и пее и зима 1500, 2000 евра. Зашто зимаш ти толку пари? Раде толку многу хејта. Според мене ден денес он е најдобар поп текстописец во историја на Македонија. Мастермајнд за текст и мелодија да ти влезе у главот право. Најпродаван албум во историја на македонска музика. Ние го вадиме албумот и сме такви малери, тоа има некоја кавга. Не пуштаме македонска, па не може да пуштате, овие не заволе стојко. И македонска музика мрак. 2025 ако биде секој што треба, ова јавно го кажувам ексклузивно кај вас дека ќе имаме. Кај имавте во Охрид, тој ви се важи како концерт или беше настап поише? Па настап. Врчак? Настап. Ти знаеш како гледа, они сите ги викаат концерти. Концерт за мене е да закупиш сал. Така клас, кој што си знае. Филхармонија, Борис Трајковски, МКЦ чака, ама се ова концерт од диско, па ја тоаш колку концерти има? Да, безброј. Тоа се настапи. Па така ми и мене, а ова у Крушево беше баш зборам на отворено, секој плоштад, секој тоа е генерално тие концерт. Пошто друг лајнап правиш, друг распоред, у кафичу диско кога свириш. Добре, пократко трае. А оноа кога беше пред 2-3 кога правевте 20 години. Да, тоа како се брои, концерти. Тоа е концерт. Тоа е концерт, да. Концерт. Неочекувано. Како се напуни, не знам ни ја. Зашо? Па не очекував искрено. Деве израснавме ние со тоа како. Да, ама знаеш како македонци и ти си научен од сето тоа што се збориш, што знаеш какви сме македонци, така сега не знам, ти си првак у кросфит и не знам, он река, хајбе, тој до вчера на шанк работеше. Хајбе, тој го знам, знаеш што, и знаеш, никој не осеќаш сапорт, ама добивме љубов која стално пишувам како не знам со што сме заслужили, ама има нешто зашто, вајда појма немам, јеби. Па вие сте едини што у целава заебанција ситуација мислам дека останавте што креира музика изминатиот период. Има и други, знаеш. Има, али тие можеме да речеме дека се нови. Сега види, ја не сум некој експерт за оваква музичка сцена во Македонија, ама ми пречи и како да имам чувство 10-11 наум дека тоа е како опаѓање и не знам зошто е тоа причината. Види, ја пред некој ден напишав се статус еден вчера завчера. Као викам, до кога ќе викате македонски артисти, тезга бендови, што им штети баш нема сцена, па нема сцена. Го викаш ти Петко Петковски, има 1,5 песна и иде таму и 80% репертоар пее. Српски пее, од ДНК, од Каролина, од Елена, од Петко, од Станко и он се однесува бе звезда бе, брат. Он е пеа, чекај, секој може да пее уво. Тоа немал проблем, ама ти му ги зимаш парите и при тоа бараш, бил на некој талент шоу и при тоа бара 1500-2000 евра. Брат, ние да стигнеме до таа сума, па сме се окозиле од работа. 20 fucking години, брат, сме трчале за интервју. Пример, сега да немам ја кола и превозно средство, сум дојал на радио интервју вакво, со автобус, на радио ти е 5 минути интервјуто и сидеш дома. Посрано. А 2 сата. И она, дали те слушнали или не те слушнали? Радио, брат, тогаш било све. Сега име све изложено, сега се од мочка сите направени генерации. Да. Реално нема респект, нема почит, нема ништо. Тој, ти знаеш како ти сега мене ми кажеш, брат, можеш да идеш до бензинска да ми купиш цигари? Да, бе, брат. Немам проблем со тоа. Знаеш, а сега да му кажеш некој или ќе те збрци или треба да се тепаш. Или полошо, нема полошо, татко му ќе те каже. Не, нешто на татко да се од мочка нема да те збрца. Да, ама се знаеш лјакна дека тудри со нешто со камен. Ја ги гледам деца, пошто и у диско работам, ностоп гледам што се дешава, сите се на спид, сите се на дрога. Брат, не знаеш што ја сакав керка да имам, фала Богу што немам керка. Ужас. Джуниор деца. Или види, 18 години, тоа е исто 19-20, све на бело. Ја пошто изгледам така како што изгледам, не пијам, не пушам, не се дрогирам. Колку толку внимавам на здрава храна.
вежбам последниве 2 месеца од кога се разболев и цела турнеја ни фати, дисбаланс крос ми направи, тек се аланела почнав полека да се враќам дома с лекои стомачни, полека кардио, навечер пешачам. Како да ти кажам, цело време мене ме претресуваат, ме прават на аеродроми. Одма ти дојди келјав, извади капа, тоа у Швајцарија ќе ме соблече. Исто на аеродром не може да помине. Да, цело време уште ти е талото. Само да тетоважите. Дваете, не знам, дежурен криве стално. Ти тргни се на страна, и тоа експлозивите ме мерат. Да, и нема, ја им се смеам, мисто и джандаре, ај се ќе те познаат, знаеш, 90% те познаваат, и како се ќе дуваме, ле мујкам брат, и така викам, оскудација се, викам, штедете џаве, не ми го троши, викам, не. Хаха, хихи, еднаш така на у Хавана секој вторник сме искачаме таму, знаеш, овие кучињава чекаат на излез од на излез. Да, и мислам, гледај, ја ги оправдувам, јеби го. Пиеш, не вози да ти. Да. Убаво е тоа тоа. ферси. Овие ги пцујат, и ја би ги пцујал, ама и ферсе тие, знаеш. И една девојка као тројци, девојки имаш, ајде да дуваш, ја викам, оке, викам, може да се клавим, ако думнам, не само кажам, ни сладолед частам за сите, ако не вие мене, викам ти, и викам на неа. И се смеат, хаха, и дувам 0-0, и викам, ајде, викам, дојду кова, ми купи сладолед, договорив, и идеме до оваа будка, карши Аркадија стара ти текна, си купува сладолед, ја враќам, фала, пријатно, чао. Ја, значи, мене ме натера малце натака да размислам пред две или не грешам 20 години, тој големиот настап пред 2 години, тој спектаколот. И сега се више 2 поминачи, пред 22, така? Си го имам запишано, 22, да, декември 3. Пред 22 години да ти кажал некој, Панчо, за 22 години ти уште вака ќе пеете, ќе настапувате, турнеи правите. Што ќе си помислил? Види, знаеш како, никој не би помислил со ниједна работа што се занимава, не некој со музика што генерално ние имаме после ова што се деси, сваќам дека немаш рок на траење ако правиш нешто искрено и од срце. Не можеш никогаш да бидеш 100% сигурен. Ама ќе те поправам, само ние правевме 20 години ДНК, ама на 23 декември 22 беше тоа после ковидот и искрено нели зборнавме на почеток дека не очекувавме тоа. Очекував, да бидам искрен, 5-6 илјади очекував дека ќе дојат. А Борис собера 7? 10. 10 собера? Со 7. Машала. Беше онака оверпект, sold out, не смеевме више карти да продаваме, тоа го знаевме на 2 дена пред. Ама човекот кој беше задолжен за организација и целата техника и поддршка рече логин од Пасворд, претпоставам како знаете, Пасворд. Го знам, брат. 100 години се едни од најдобрите, ако не единствени кои останаа да носат алтернативна музика и некоја. Да, Ману Чао не го носат тука? Да, Логин е и негов менаџер. Да. Исто Ману Чао. Тука бил у Скопје. Се појавува од негде со гитарче. Да. Врв лике он. И на 2 дена него најавивме, вика, ако го најавите, уште толку ќе се направи фаба. Вика, ќе пуштиме само уште 100 карти у продажба, чисто да кажеме дека е затворено и ние последните 2 дена, иако беше sold out, него најавивме, на 2 сата пред концерт го најавивме, за да не доаѓаат луѓе на врата. Го најавивте дека е sold out, да. Моравме тоа да направиме, бидејќи ако го најавиш порано, тогаш уште толку знаеш каква е психата на луѓето и психологијата нивна. Сите купили ја. После може втора вечер ќе ви барат. Да, не верувам дека тоа некогаш ќе се случи. Ама имаме за 25 спремаме нешто пута 2 поголемо, па со Господ напред. Најс. И па пута 20 стадион. Ти кажа, не кажав ја. Да, ти кажа. Не. Да, така да. Викаш 3 декември. Како баш така точно, како се знае точно денот кога сте почнале? Не, немаме ден, датум, ако мене ме прашуваш, тоа беше негде мај-април 20 години, значи 2002. 2002, мај-април, што се случува? Ја работам у хотел, на рецепција, втора смена, најдосадна, до 11, ништо не можеш да правиш после.
освен ако не е петок сабота, па идеш у град да се очукаш. И му се јавам на Андре тоаш беше разочаран, се распадна со TNT. И извини, и му се јавам, викам брата бе, да продолжиме, викам ја и ти. Вика, не бе, некам, не може, нема ни спонзори уште од тогаш. Тогаш па никој не ни... Тоа, знаеш. Ама гледај, тогаш па и Господ идеше по земја. Види, Тоше, не смеме да го спомне, оне, знаеш, Тоше, па голема празнина. Ама он беше Космофон, Синалко, знаеш, собираше види, има спонзори пак. Тоше, Каролина, види, Авалон продукција. Врчак, у тоа време, првите години беше поголема звезда од Тоше. Тоа малце кој го знае, значи не ми верувате, ама не знаете што се дешаваше со Врчак. 90 или 2000. 2000-та. Така, тука беа ние повторно сам. Кој искочи? Тоше гигант беше тогаш. Да, ама не беше као он искочи со една песна. Не, управо е. Тоше малце покасно е птен стана. Он ги купи сите со една песна. Значи тако вокал, значи пее. Тоше? Да, Тоше пее и сите паѓаат ту месеци викаат. Како бе на 2 недели разделени? Така... Да, твоите баки. Не знам дали беше таа прва песна или претходно имаше со Григор Копров и со Кире Костов. Се појавува на 7-18 како кинесче со очите на Гамак Фест. Како едно поголемо еден. Он доаѓа од Крушеван или од многу сиромашна и скромна фамилија. За жал и татко му почина сега брзо. Да, мислам дека 2 месеца има, 2,5, да негде, тука негде од прилика. Мога да опрости и он направи од ништо, направи чудо ради него и Круша, они питугули се. Да. Знаеш, и оне кај да искочиш Македонија, сите јао Тоше ден денес. Како? Ама у тоа време, зашто ти не можеш да бидеш мега звезда со една песна и две, тогаш не лидело толку брзо. Да. Немало социјални мрежи. Нема милион прегледи една вечер и чао. И тоа да ги купиш. Затоа ти реков на почеток кога правиме мовет, не знам ни дали снимавте, ја мислев дека не сме ни почнале. Тоа не се знае. Не ќе видиме. И ние не знаеме. Нема везе, супер. И додека стигнеш ти да бидеш на насловна страна на Вест, најпродаваниот магазин, ти требаше сериозно нешто да имаш за тебе. Ние првата насловна имавме после 10 години. После 10 години за првиот концерт на Саем. На Саем беше првиот наш концерт и тогаш ни дадоа насловна и ден денес ја чувам. Ја и Андри имаше 2 танчерки, они натртени и ние со главите вака. Од некој спот беше или чисто за насловна специјално? Не, баш за насловна они не слика у Вест. И тогаш ни беше као онака, за да стигнеш сега, секој звезда, секој се што. TikTok, Instagram, чак. Види, тоа е супер да ги користиш алатки за промоција и е одлично, затоа не почитуваат и мислат дека им е све заслужено на денешниот пред. Кога напишав статус, го кажав тоа, као они идат пеат 90% турбо фолк, пеат сите туги песни, ја немам проблем што ги пеат нашите. Тоа е супер што ги пеат нашите и тоа е окей, поготово за нас. И ги поздравувам сите нив, ама општиниве, фестиваливе, пиво фестиваливе, викаат артисти и не знам у кој ранг да ги ставиш, дали се тезгари и они се умислени звезди што пеат туги песни. Ти си течко кавер бенд. Знаеш, кавер, да. И ти сега ние што инвестираме, ај ние сме стари глави, младиве што инвестираат. Денес скап спорт е музиката ако немаш фидбек од тоа. Кога било ефтино, ја не знам. Нешто имало моменти кај што сега продуцентиве све е. Сега били е поевтин малце од порано. Не, многу поскапо е. Подобри камери со телефон. Ти знаеш што сега можеш. Не, мислам промото е тоа што го прави поскапо. Знаеш како промото е поедноставно. Ти за да отидеш на МРТВ, бидејќи имало 3 се телевизии у тоа време, ама ти тоа треба да имаш нешто. спот. Тој спот чинал. Тачно. Ти никој не верувал тоа што македонска музика. Се уште дека верувале тие 5 луѓе. Каролина, Тоше, Калиопи, Ребека, Врчак. Пропратно што дојде отиди. Втора лига, втора ешалон, знаеш. Што се трка да влезе у прва лига. И луѓе, значи, сега млади инвестираат, спот добар да направиш, иако можеш сега, ако имаш интересна идеја, добра монтажа со телефон ќе правиш. Ама креативност фали само.
реално, гледај, имаме креативност, немаме трпение. Јас тоа сам ти кажам кај млади. Гениално. И поентата е, он улага кај добар продуцент збориме. Сега денес викаат, јас сум продуцент, чеки, прво не знае значението на зборот продуцент што е. Продуцент, значи можда вие сте продуценти на вашата емисија покрај што сте водители, ама има човек кој е техничар. Да. Значи он е техничар, не е продуцент. Се он може да каже, види, јас сум продуцент на емисијата. Знаеш, не ги мешаат тие поими и он вика, јас сум продуцент. А што направил продуцент? Ми пратил бит. Чекај. Тој е битџија. Значи постои аранжман, постои музика, постои мастер, постои текстописец, постои човек што ти ја прави музиката, ти си артист, дали си автор и сите тие работи. И сега дечкиве, пример да се вратиме на поентата моја, што многу луѓе ќе се навредат за тој, ама тој што ќе се пронајде треба да се навреди и да се замисли. Значи мувате на капат. Апсолутно. Ти ако пишеш сега, види ги сите ниски, келјави се ружни, ја ќе се пронајдам у тоа. Мислам, до мене е, така. Ако се кажам, видео и шо збори за мене, така. И децава има некој што ќе платат 4000 евра за фул пакет, спот и песна, нека и 3,5. Ќе плати една, ќе плати две, ќе плати 10.000 евра. Он со 3 песни не може да настапува, не може да има фидбек. Така. Добро. Како би ги вратил? Треба да е, ако навистина го сака, треба да се труди да прави, да собере албум и исто не му е гарантирано, има и луѓе кои имаат албуми, 10 песни, па не може да имат настапи заради тоа што не им ги знаат песните. Па не се хит песните. Не се хит песните, не се прифатени. Ама и тогаш не треба да се откажуваат. Така. Зашто после долго време ќе упалиш со една песна и свет ти се менува. И стари веќе станат хитови. Апсолутно ќе можеш да ги спроведуваш. Ама мене ми е криво на тие деца кои инвестирале 7, 8, 10.000 евра за тие песни. Па викнете ги пизда му материна, знаеш. Викнете ги, дајте им 300 евра за тие 3 песни. Викнете 10 луѓе такви, не ги зимете овие кавер бендови. Тоа беше моето, да. Тоа ми Ќе е отидеш на пивофест, ќе свири 90% кавер, а имаш деца што... Така е. Боле да им има... Да, не му дај 3000 евра на овој, ама имаш 10 наши. А овој пее кавер и пее све остало и пее и зима 1500, 2000 евра. Зашто курс имаш ти толку пари? Добро ги пее AC/DC, пример. Бар да ги пее AC/DC. Ме разбира? Бар. Нека пее Металика, нека пее AC/DC. Да, мислам... Ја отидов во Хавана бендови. Ако нема везе, нека и тоа. Ако е пивофест, и треба да има Па таква програма. пивофест излета. Од поп до реге, до алтернативно, до хеви метал, до рок. Свето тоа мора е рап, свето тоа мора да е измешано. Ама тоа ми е поентата, не може. Тоа е звезда, каква звезда си? Он ги зима парите, не ги инвестира згора на тоа, него иде, мислам, ги инвестира, става муцка, става цицки, оди да купи Луи Витон или Бос мајца која кисне 100 години у таа мајца, пошто јеби га, ти или носиш една или две се ги менјаш. Петок сабота, па сабота петок, знаеш како да. Мислам, разбиеш монотони. Ја немам влакна на јазик, за тоа и многу сум едноставен. Заработуваме одлично, не можам да се жалам у тоа, ама имаме многу друг пристап и знам како сме стигнале до таму. И ме иритира, и јас секогаш у задње неколку години можам да кјутам, дека знаеш како на ти иде добро, ајбе кјути се ми е гајле, ама ме боли и не трпам неправдени. И знам дека многу пати го јадам за тоа и многу пати се замерувам со колеги, ама тој сум јас, со мене знаеш на што си. Да, многу булшит. И многу фер, така сум научен и од мало сум израс на така. Да, викам, брат, не ќе да правиме муавет, не ми прави муавет. Ако си нормален, треба да речеш почит за него, бар ми кажа, а не сега кискаш, овој селјаков, знаеш, многу лошо. Па за тоа и мене ми прави разлика и верувам на многу луѓе им прави разлика и стварно прави разлика кога бенд го има изодено патот. Вас ви требало 10 години за на насловна да излезете, ама денес сам себе многу поише се почитуваш ради тој факт, него да пукнало нешто и за третиот ден да сте биле, свегаш? И за тоа, ако сакаш да те вратам, долови ми го, знаеш, патот што вие сте го изоделе. Оти не, Жаре убаво кажа, не се многу. На прсти се бројат автори, артисти од таа бранша, што имаат изодено пату 20 јаче години, а сепак живееме у генерација што е научена вака све на
инста да пука Моментов. преку ноќ. И затоа сакам да ја доловиме убавината на тешкотијата. И на предизвиците, и на важноста да некој го изоди патот. Па ако можеш долови, пробај да доловиш патот што го има ти Нови изодено. од 2002, 3, 4, како се прави песна и спот, како се снима од тие години кај што нема секој iPhone со 100 мегапиксели што сака и портрети и синематик има сега што сакаш можеш Да, да, па види, има една песна, може да на кратко да ја пуштите понатаму, се вика Мами, ја ја снимав сам и ја снима целиот спот, никој не верува, ја снимам со телефон, со 3 различни iPhone-и. А кога збориш нова? Нова, се вика Аха, Мами е афрофазон. Отидовме цела наша екипа, ја Ерис Креч, Денис кој ни е роуд менеджер и продуцентот Лазар Цветковски, отидовме у Наполи кај Елиф. Чекавме титула заедно со него. Леј браво. И тоа ни е Вау. втори или трет пат да идеме за Наполи, пошто ми е фейв град. Дефинитивно. Да, тоа е. Тоа што зборат многу тој цигански дел заедно. Види, тоа е модерна шутка, тоа ќе ти го кажа. Не знаеш како underground, луѓето служи кафе со бебето у 12 сат, го овој плаче 3 години. Аха, значи тоа се Тука седнати дуваат, ме разбираш, гледаме заедно такмица. Абе не знаеш, тој стариот град, сега вториот пат бевме малце на као на по окей. Па не, ние Зашто знам на Марадона му рекле, оди во Наполи. Тој тие се твоите луѓе. И он ни се изненада оди у Наполи, Наполи не е клуб. Јас се ежам. Не иди още тие Барселони културни, ти у Наполи си. И иде таму, вика, ова се мои луѓе, легенда на Не сте били у Наполи, така? Не сум. Кажа Марадона, ја гледа најажен сум. Бог. Па, Значи, ете, не знаеш- значи вистина бил. И Лазе пошто нема веза од фудбал, де го и търси. Како е, брат, вика, ова топка трча, вика, милиарди зима, овде, вика, измислиле, не знам, Стивен Хоукинс, овој за песни, ова, знаеш, чудо, оставиле нешто, не. Ој трчи, ова е Бог. Марија Калас, сте слушнале за Марија Калас, предпоставам, она, мислам дека е, да не се Оперската? прам, да, оперската пејачка, не знам што е сопран или мис сопрана, ама она и таму е конзерваториумот и она таму потекнува или завршила таму. Па како да ти кажам, као што ја студио, ова атлет што го имаш, ова жутово, толицко едно, ставено, дека она тука завршила или она не знам што направил. Све околу мюрали, менија, чипсови, абе, кај да се вртише Марадона, што е ова, полуе, знаеш, пошто он е сериозен музичар, Лазе со Го боли. Па не му се верува. Не му се верува. Марадона е чудо. И сега да ти кажам, да се вратиме на тоа Да, приказно. патот, причата. Причата е многу едноставна. Наполи што сте снимале Мами спотот, те прекинав со Марадона. Мора да го дзирнете да видите како е сниман, таа е една афро ствар. А и текстот е баш ја напишавме за Наполи, вика има една фраза, те чекам ко титула во Наполи. И пошто Елиф таму и снимавме од утакмицата со јако. Елиф, со ова, со играчиве, пошто ради Елиф ни дозволен авторот бевме таму со сите фудбалери, осим мен и сите оние, епте ни направи кеф Елиф, пошто Елиф е од тука, од Бутал. Да бе го знам, ја Знаете. имам тренирано него 2016. И е срце е многу воспитано и кам онака. смелен дечко. Добро бат. И ние првата песна, искрено од кога се деси тоа со рецепцијата, почнуваме со Андре и сака да правиме песна, кај да снимаме, тоа што се знае само кај Дарко Димитров снимаш. Уште од тогаш беше со М2 продукција, кои години беше тоа 2000 или он си е гигант? Он си е со нели нулта позитив, он студиото сегогаш си го имал. Аха. Сегогаш си го имал студиото, но види, он беше Godfather и он беше двигателот на македонската музика. 98-ма, кој ни е 100% македонска музика, едно плаво CD, ако се сеќавате. Добро. На тоа CD имаше компилација, тогаш уште му текна сите луѓе кои снимаа кај него. Имаше многу добра дружба и ставија, не знам, Ерзана, а сите снимаа кај него. Ти најаките песни македонската музика си. И нормално ние не бевме таму, пошто не бевме ни Ама приближно многу до рано е најаките. вајлето. 98-ма. Мислам дека TNT беше, Андре имаше бенд TNT се викаше предходно. Нешто Има ми е познато. Блиц афера една ствар, во бело една ствар има, страшно добри ствари има они. 2-3 има, ама толку траеше, пошто деца. И првата песна беше кај Дарко. Моравме ние Дарко да не снима само. Немавме ние пари да платиме, не знам колку му беше тоаш песни, 1000 марки. Ние имавме ферски За некоја да ја цена. измикса цела и Не, све да ти направи аранжман и музика.
А и аранжманот? Аранжмани, музика и снимање. Да ти ја даде песната, а текстот мора да е твој, пошто не е Значи, текстот. вие само со идеја и текст доаѓате у студио, па пееш, некогаш- ама он малце Некојаш и диригира. текст. Он аранжира, он диригира малце поеше. Тоаш ние не пишувавме текстови. Принц ни ја напиша првата песна и денес баш искочи, се мислевме дали да ја ставиме на Spotify, ама има многу назезање као дечка, дај, ставите ги ставиме на Spotify као Tupac. Односно One Pack е double овакво. И Девојка за Везден и Пази дете. Тие ни се нас првите песни. И ги ставивме и се смеевме, баш има многу добра фотографија, сам не знам, мора да ти ја покажам. Со коса си. Тоа е смешка. А уствари си сумневал, гледам. И он е каверот, као. А види го Андре као Биафра. Воу, деца човече. Колкави сте тука, бе? Ја имам сигурно 22 години тука, 3. Преку сила Андре е 20, 19. Ова е 2002. Така некако. Да. Баш 2002 онаква трета. почетоците сликава. И сега ми текна и ја снимивме таа песна. И нормално никој не те сваќа како што треба, снимаш се мачиш, снимаш со вакви камери, онакви камери, па 1500 марки за спот, па кој ги ти дае пари за спот? Имало Кој така. ќе ти го пушти спотот? Па да, тоа Така е. е уште по Зависи си од телевизија. Дома на касета. Нас не сматрале ко рапери, а ние никад р од рап сме немале. Знаеш, они меша дека ја хип-хоп музика пуштам као диџеј. Да. Иначе ние, брат, пееме балади, И ние сме балади, да бе. поп артисти. И со Врчак многу колаборациите може би од тука да... Да. Види, на почеток Врчак, види што е Македонија. Колку сме ние само оваква убиствена нација. Врчак, кој искочи интернетот, да, Врчак, да не кажам крадел, него позајмувал инструментали и на тие инструментали. Тупак од ово, да. Од Тупак, од P. Diddy, од ред Да, други, да. од Алаја и не знам Да. уште од кои други. Еднако Nintendo што идеше исто, не му е толку позната песна, исто најдобро. Све, гледај, све што Ме може, беше гајле преаки гледај, ти песна. навлече на тебе, јас сум му дал инструмент, дали му викам, леле, раде, ова е многу добра ствар. Он нешто, он е мастермајнд, тоа у свет, у моментов е многу актуелно да правиш Да земеш друга мелодија, бит. да земеш како аранжман или така. инструментал и да смиксаш, да изблендаш со друг вокал. Тоа е у моментов е најактуелно, пошто има огромен гап за музика у моментов. И све се прима. Буквално. И Раде толку многу го хејта. Да, точно. Знаеш, и ти, ако сте израснале, знаеш, овој фейкер, овој ваков, овој тако. Краде ова, краде ова. Викам, цело време. А текстовите, викам, што прави? Според мене ден денес, он е најдобар поп текстописец во историја на Македонија. Со Владо Аневски мртва трка може да е. Он е за постари, за тинејдж Раде е чудо. Владо Јаневски краде Ошев, Да. курго боли од руски песни, така можам да ти Што пуштам. при денес раде? Врчак? Да. Не знам. У Америка или кај? Не, Беше сите. Охрид на настап видов. Да, настапувавме, тоа беше прв пат после 14 години заедно да настапувам. Евер и он. И муабетот беше, нели Раде го хејта, го правеа, за денес да Раде го воспеваат, а тоа е дека нема нова музика и се 2000 се многу вратена назад. И Раде у моментов напрем неколку киксови што мене ми се свија, овој ќе го кажам у 25-та Со планираме. Америка? Не, но не било Америка никогаш. Сите ова, А пошто зошто он прави мислеа дека проект е за Америка, брат му е у Америка. Војдан е у Америка. А сите мислат Војдан отиде таму. да, Војо е таму, Раде никогаш не бил 97-8 учил средна школа таму. Тоа знам, ама никој па не негира никогаш. Па никој пошто не може да чуе, секој знаеш рекла казал, Раде кога сте го виделе на интервју. Па никогаш. Никогаш. Он спрема проект за Америка и тоа Америка е уврзано и демек ете го нема нигде. Имаше некое време пред година, две, нешто, многу ми е бледо. Да. Ки излезе и викаме, као да, работам тука, ба, со Бруно Марс, нешто добро памтам. Тоа е, да. Така? Да, демек со продуцентот на и менаџерот на Бруно Марс. Нешто и тука дали Па музика, нешто се спрема, ама не знам зашто сватив дека таму е човек. Па сите така сватиле од таа прича,
знаеш, читал, не И дочитал, расипан слушнал. телефон, може, да. И така иначе не бил. И Раде си работи континуирано, имам уште 3 песни со него. Што не се излезени? Што не се излезени, од секојаш бил тежок карактер за не, знаеш, или my way or no way. Ама ние сме друго, ние сме изменети сега, ние сите оние хитови кои не ни се као полна месечина, као навлечен на тебе, пази се од мене што се раде, имам исто таква тежина, наши песни као што сака нека биде као срце, Да, доле и ред други. И ја му викам, Раде, не е така, не можеш ти да ни кажеш што треба, може сега да ни веруваш ние да ти кажеме, пошто ти си излезен многу од игра. Да, вие не сте излезели никој. Пример, Останати сте вие. знаеш, цело време јас тоа велам кога си многу е лесно да стигнеш до врвот. У наводници. Најтешко е да се задржиш таму. Што правиме после кога ќе стигнеш таму? Со ваша професија треба да сте иновативни. Цело време. Значи, пошто Reinvent yourself, она што викаат. апсолутно што е најтешко, зашто ја не можам, ја имам син 13 години. Јас не можам да бидам идол на дете од 12-13 години, можам да имам татко. Да. Ако ја му бидам идол на дете од 13 години, onda имаме проблем со цела естрада. Да. Реално. И така ја може да му бидам окей, па после кога ќе подпорасне, знаеш, дечки се супер, па љубовни теми, па чека, овие знаеш хумани работи прават тоа. Кој ќе ги разбере? Па се окей. Иначе ја на 13 години може да сум идол со една ствар што имавме Рома и Јулија, која не убија од ругање, ама таа е бенгер, клаб бенгинг ден денес. Кај да ја пушташ, се удараат со глава од зид, знаеш. И само да ти кажам дека тоаш ни беше многу тешко. Како идеше? Идеш кај Дарко, се договараш, идеш снимаш и он го гледа текстот, ај вака да направиме, онака да направиме и вика не ви чини ово и ти идеш дома, па пак пишуваш, па немаш термин да добиеш. Па ја добиеш песната, што правиме се со песната? Немаш социјални медиуми, како што рековме, да не се повторуваме. Кај И да ја му едно испробаш? радио. Антена да те пушти, како да те пушти, што правиш ти? Кој Не си правиш ти? ти поп, ти правиш, те гледаат као лингур, некој дете што најверојатно сака да го гледаат надвор, да го препознаваат, за да се сликаат, па тоа ти интересно. Па идеш на МРТВ да те примат, ако има место, ако нема некој кого да стават, па ќе да стават тебе. Ако те викнат новогодишна емисија, па дечко, ти си успел? ти си дипломирал, бе. Готово. Знаеш, и Тогаш они не ги искача сваќаат оние работите. МС, СМС, ако ми текнува тој период беа. МС телевизија, Па има една емисија МС, СМС, па тука си пишува и вртеа хитови, мислам. Таа И Да, нарачки. и нарачки, да, и таму све го свашта. сакам тој од 8 Б, Да. МС, СМС многу беше познат. Така е, да. Ама таму вртеа хитови, сакам да кажам, музика македонска вртеше, Така, идеше, идеа песни, да, како. Така е. Кога некој пробив приметувате сами? Кога настанува, види ова више се пушта нашево, се бара? Кога почнавме, ние имавме една пауза од неколку години, Андреј отиде у војска, беше разочаран, нормално не ти иде како му, тоа што го зборев со 3 песни, не можеш да настапуваш. Од друга професија немал. Немал, Така. никогаш. И он, кога се врати од Охрид, од војска, многу се разочари и отиде да работи у Грчка, као флотер. Знаете што е флотер? Имаше момент Каролина, не, на у ресторан. Аха. Што ги мести масите тој? Тоа е. И не само што ги мести, он остатоците ги собира. И леп носи, Да, и мислам. све, да. У Грција и водата става тој. тоа. Што Што Андре беше увек му нарачуваш на тој, ти вика чекај келнер да тој. Да, апсолутно. О. Андре беше тоа и ден денес гордо го зборуваме, бидејќи он вика, ја носам, вика, ја гледам Каролина, вика, јаде. Каролина да ја поздравим, ептен ја почитувам и ја сакаме. И баш така се паднало и вика, и он као ништо лошо против неа, него Да, што е добра, па па не ми е срам. окей, као вика, знаеш, они јадат. Вика се ме гледаат луѓе. У Грчка тоаш не знам на кое место, кое сите Скопјани иделе таму. И Он Он вика, почна ја со коските. пење и сега мала пауза. па мала пауза бидејќи нема финансии. Абе брат. тие неколку песни, па Така, војска и да, се ама ова. мислам го знаат ко пеач, па сега иде вамо. Па никој не те знае, да те знае како пејачки си функционира. Па он работеше исто возач на комбе. Па работеше не знам што друго работеше. И тука направивме пауза
и него му се јавува Врчак. Ние ја пуштаме, благодарам однапред една песна која мене ја е знам. многу добра ствар. Оние луѓе кои не знаат од Таа е стар хит. па не Ама хит него Отпосле стана, мислам дека некако фати така. полека. Као балада и некоја балада. беше. И таа балада е искрено од земен аранжман од Bone Thugs and Harmony. Андреја среди сам и ја снимавме кај Дарко Принц го напише текстот. Текстот е чудо. Многу инвентивен за тоа време и е секогаш свеж. Ја обожавам да ја пеам, али е многу спора. Имаме пар балади, ако свириш у диско, не е окей многу балади, пошто сакаат дели. Така атмосферата. Да, затоа правиме различни лајнапи. И ја слушнал таа песна и Раде му се јавил на Андре, го викнал у студио. Они се запознаат, он му вика, те молам врати се од Грчка, ја ти гарантирам дека ќе ви направам албум, ќе ти направам уствари, ќе ти направам албум и ќе почнеш да идеш со мене настапи. Андре идеше долго време со Врчак на настапи. Ја пеа во твоето срце чукам јас, една преработка од P. Diddy. Ја знаеш песната сигурно. Бе, како не ја знам? Ја знаеш и таму. Ја знам и на P. И Diddy и вашата, ама... Не, нивната, не нашата, таа е на Андри на Врчак. Не. Стварно? Да. Ја не сум му таа прича, Андре го пее рефренот. Бе, да, бе, стварно. Да, и Стварно. он иде со него со настапи, ние не функционираме, дружиме се слушаме, ама не функционираме за еден ден да Раде не пријави на Макфест и ни ја направи тоа го крие. Една ствар. Кој години се ова? 5-6? 15 години минус сега. 9. 2009, не, извини. Не, Од 20 години 2006-5. 5-6. Да. Убаво кажа. Што И- после се овие Полна месечина, пази се од мене. тој албум така, 2008-2010 нешто натаму ми оди. Така. Зашто ја у диска кај што Да, да, ги слушал, 2009. така ми се години. Така е прав. У ова беше у летното хард рок Hard rock, најубавото да, диско што го уништи. Мораше, знаеш, болници имаше, Знам. иначе врв. И И се враќаме сега на седиме, Петеш. ја ја пуштам песната од дискот, луѓе ја пеат. И као тебе ти е верно, ама и не ти е верно, пошто Таа што е пријавена за Макфест да, или мислам да поминато после е. Макфест има Поминато. Макфест поминува, а мене ја имав една логика да ја не ќам да си ги пуштам своите песни. И никад не сум ги пуштал. Многу време ја претерно 7-8 години почнав да ги пуштам нашите песни. Пошто луѓе ги барат, сигам, зашто сум кретен, јеби га. Да, да. Јас сум автор на тоа, јас сум, па луѓето зашто чим бараат, пушти им. Fair Вметни. enough. Бев тврд прво сам кон себе и кон цела таа музика, па после омакнав нормално со тек на години, кога гледаш и бизнес вајс малце. Нормално. Ми ги бараат без сакаме ние нашето. Види, ние сакаме и не сакаме. Порано се, пак ќе се навратиме после на тоа ретроспективно. Ја кога сум искачел у Кабрио, у 2000-ти, 2001 брат, кога ќе пушта нови дечки забава до безвест се качува на Шанко. Па така е. Ерзана, тоа беше чудо. Сега е срамота ти да пуштиш. Ај сега може и не толку. До пред некоја година беше срам да пуштиш македонска музика. Зашто бе Епа, луѓе? и јас Имаше тоа го... некој закон дека мораше па Не. пушта у 100 са бајле за да се исполни како некој. Тоа за радио, види, Не, збориме вака за клубови. за клубови, јас зборам за диџеј као Клубови едно време и снема хип-хоп вечер. апсолутно. Јас кој што ми текнува задњев. Апсолутно. Не снема него, едноставно се сменија некои моменти. Ние цело време... Знаеш или четврок или недела е хип-хоп. Да, четврток и недела. Неделата умре, постана четврток. Сега ние сме ориентирани, четврток функционираме со хип-хоп, уште сега сме у станица. И поентава е за музиката, не се слуша. Ние у Србија кој идеме, кога свириме, знаеш како свириме ние малце, влага диџеј, свири домаче, они викаат, нели? Српско, бабара, такви расти, рели, мели, све пука. Тие нивните? И јас си влагам. Ти нема вечер, а да нема српска музика. Да не свират овие војажи, мојажи, такви... Не ги се знам сите, актуелни, да. И тоа е за... Иако мене не ми се допаѓа тоа како стил некој ми се свијаат, некој не нормално вкусој, ама тоа ти знаеш што значи да имаш таква љубов кон самиот себе и кон твојата музика. Па ја гарантирам дека они не се пред нас. Немаме Зашто пазарот им е таму? пазарот име заради тоа зашто се цени, има сцена. Ние немаме сцена. Ние уште
уште викаме на фестивали кавер бендови македонци, па не ги викај бе, дај им на тие што уложува и на крај тој ти пее српско за поевтино, брат, ти пее Карлеуше, па викни ја Карлеуше јebote бо. Така е. Ме разбираш? Ама немам толку пари. Па сега, да, јајде сега ќе викнам некој ле дојле, ќе склопи бенд или ќе искочи со сајзер и со бубањ или со гитара или половично или не сум за тоа, мислам многу сакам да се македонците и да се држиме и све, ама некојаш мора некој гласно да го каже иако ја нема да сменам. Ама и македонската музика што се пушта, приметувам дека е старата македонска. Па да. Има нови некои овие што фаќаат замав, ама не знам кода барем сега ја не искачам толку сега не сум некој репер што ќе каже. Да, не искачаш Ја више. сега ми се деси на Берово на свадба, на Калипсо бев му дисконо после. И сега тој дисконо е, не знам како има дозвола да работи тоа. Не знам што е тоа, нема да го се дефинира. И некој рандом бате диџеј. Некој локален таму, не е ни бит. И почиње и сега некои хитови идат. Иде хит и странски. И се прави прелаз наеднаш. Викам, не е вајда дека е таа песна, ама пушта странска, па ја ритам, па пушта Елвир Мекиш цела армија. Или ја пушта Викам и цела армија, треба. кај знаеш па ти, а викам 100% Макфест пето место мојот човек, викам. И се смеја. И иде цела армија, вика ти не си ноне. После идат некои Но ми требаш ти. Да, тие тие се шемици. тие се сега вратени, ја предпочитувам да ги пуштам на места, онака да направам еден катот. Леле, 3-4 стварно, на тие базика, некаде бам, бам, после бам, бам, два, тие на Јован Јованов, тие времења. Тие се. Тогаш бевте као неофицијални два клана, имам чувство некое. Така беше. Ние бевме Врчак, Адриан Тамара, Гаджа, Адриан Тамара. Гаджа, вие беа поише Тони Зен Јован Јованов. Они знаеш какви беа клановите? Ние бевме Сладка од Ајден, после дојде. ние бевме Ајден, они беа Ситал. И тука они А си со емисиите бевте. не ебаваа, пошто ние Ајден не ексклузив беше знаевме. тогаш. Ајден ексклузив се викаше. И ние бевме деца на Ајден, они беа на Ситал. И А они Ситал шо беа, бекстејдж? Бекстејдж. Аха. Они фактички рейтингот си го креваа со нас, ние си ги вадевме А очи. мислиш маци измислуваат ривалство? Апсолутно, па ќе те закопка, тоаш немаш, ти имаше Facebook. Свет имаш, Да, она? свет и тука те овој рекол ново, овој рекол ново, па луѓе, брат, стварно ова. И еднаш и Јован. Искаше еднаш неделно тоа, па пишува, Панчо вика дека Јован Јованов бла бла и ти стварно и се неделно нема вика. Фейк ньюс на времето. Ама Се гледај, дупнала гумата таму, па еј брат, намештајки стварно, се- на татко и на Натали Грубович имаше момент дека јас сум ме запрошил дека сме се земале и на татко и честитале у болница, он јак доктор на трансфузиологија. Као јој. Што збориш? Леле, френ, нека ви се среќа ово. Ова ко Касандра која ранија. Не ранду. Памтиш што? Не памтам. Или не Ранду. Не, рандуја ране Таа Касандра. Америка бев, у Америка бев таа сезона, изгледа и многу ми ја драго што не сум бил тука. За која? За Касандра. Епа прва серија не беше уж државата, Да. јеби го. И дете до дајстаро све Го гледа. ранија рандуи и идат луѓе у болница да донираат крв. Така беше? Па ја за тоа збирам, за таа Да се одселам. за таа прича зборам Многу ја. ми ја драго што сум го пробувал. Ранду се ранува на серија и идат луѓе донираат крв у болница после ја тоа збор. What the fuck? И да се врати. Враќаме после Макфакс ти почнаш да си ја пушташ. Да, после чат пат. Макфест почнам да ја пуштам, гледам и гледаме дека луѓе некако реагираат. После тоа доаѓа пак Макфест, ја правиме не, после таа искача навлече на тебе. Мега хит одеднаш. И тоаш прв пат идам на аеродром, идаме за Хрватска со Навлеча тебе со Врчак, така? со Врчак. Да, таму Тука почнам. ли веќе полека се крши и фаќа замав? Не, него знаеш дека веќе те знаат и знаеш дека си препознатлив по нешто. Дали по добро или по лошо, небитно, битно дека те знаат. Тоа По пише, саунд. знаевме сите ДНК што е и кој Па сте да, ви. ама знаеш, пак имаше некој отпор дека сме Као со Врчак викендаш. клапа. па да, Такви некои? викендаш и дека пак е колку само ради да те знаат у град, да те пуштат на врата или такви некои работи. Стварно? Па предпоставувам, брат, имаш две песни, не можеш со две песни да си сериозен. Две знаеш. познати. Па и ети две познати. И сега искача навлече на тебе, имаме добар спот за тоа време. Идам ја на аеродром, летам за Хрватска. И едно дете доаѓа да се слика со мене, као ја викам со кој да се сликам и јас се вртам, она као Дај апаратот. дали со мене и тоа ше апарати. И со апарати Транк се Да, слика не со дигитал. мене и викам
Викам види. И после тоа искача полна месечина, еден класика уште една. Таму сте сами, мисли. Сами сме таму, па искача пази се од мене и тука веќе Таму е соврче. многу ретко е тоа да имаш 4 ајде нека Поред? 3 песни, 3 како што вадиш 3 песни, 3 хита, да имаш тоа мислам дека се нема десено на никој. Имаше Ни на YouTube, нас евар ке ни се деси. YouTube шема со објавување или беше Имаш чисто? YouTube, ама YouTube знаеш колку имаше. Не, тогаш компјутери дали и интернет. влечеш? Какви? Не, бе, Немаше тоа, што не Без почна. души утрежата, дали Не, пуштале нека хитови, има и бе. 10.000 YouTube, немаш шанси. Каков YouTube што е со прегледи нема везе. Нема Рано. теорија. И Тие, а тие песни во мислам, тие како ги правите? Пак Не, кој тие кај пишува, Врчак. кој снима, кој се сите на Врчак. Извини. текст, аранжман? Све. Аха. Све. Реаранжман, пошто ја навлечен на тебе од Elephant Man и Крис Браун, заборев како се вика песната, и он си адаптираше и вика и Панчо, ова е добра ствар. Вика имаш матрица, не ја му пратив инструментал, тогаш имав MySpace. И MySpace имаше некоја фора со доwnloadирање, со нешто не ми текнува. И му ја пратив и он направи чудо од тоа. И пази се од мене исто украден. Стварно? Да, од Или не ми некој текна, рандом? не ми текна, да не те лажам, али ти тврдам дека е, не знам од каде, али ја има здиплено, не мелодиски, аранжмански, он само појачува, става кик, ке стаи снер, ке стаи плюс нешто, Абе, инсайдерски работи, сега штело е да не се прима. да, не да не се примети, то се примети, не може да не се примети, него толку добро ја правеше боље од оригиналите. После емисија ќе ти ја пуштам навлече на тебе да ја слушнеш. Крис Браун и Elephant Man врска нема, ќе рече брат, вие сте за. Не ја сакам ова. Да, Оваа верзија нема може шанси. сви. Нема, ова има мелодија. Раде мастермајнд за текст и мелодија. Линија да ти влезе у главот право. Тоа ти го тврдам со. И он викаш во тој момент од Тоше попознат, а овие албумов што му искача, тие поп перо, тоа не е малце покасно? Не, Тој не му е прв уствари. Најпродаван албум во историја на македонска музика. Не касета, Ристо Бомбата го држи тој. Кучешка тенија касета као Леле, касета. тоа дури ја утрето од четврто одделение го купив. Исто ја имам, значи. тоа е Четврто најпродавана одделение ева. бев на пазар да барам Уствари касетата. првиот албум е со оние со наркоманот Како фото. да побегнам од се, мислам дека се викаш. Ти ми даде се трр, тие песни па Да, седмо Абе, небо. тоа Седмо небо не е понапред? Таа Макфест победи мислам со Тамара. Види, Алкалуит има го знам по Не зашто Овако- многу е стар со тие спотовите, чекам да се како измачкани очите Да, што беа со да, некои да. девојки со Еј, многу чекам со да PS, следем. со PS. Да. Тоа е првиот уствари, Тоа е- да, цел албум беше тој. Мислам да, дека да. се викаше како да побегнам од се. Албум. Уствари толку сме немале пристап што мора CD-то да го купиш. Сега ми е у глава мене пушти си ја песната, знаеш, само на да. CD си слушал. И ти го имаш албумот на Раде и ти го ставаш у CD и ти го слушаш стварно. целиот и ги знаеш од А до Ш. Одадош. Он беше, веруј ми, дека е попопуларен. Тоа ше многу краток период и тука после Добро после. ама беше он не можеше да искочи у град. И рачунај Тоше се појавуваше на многу медиуми, збори, интервјуа, Така. менаџери се. Ама збориме за некои 2-3 Јасно е. години плюс минус. Кога они беа заедно со у продукција со у Кајавалон. со Авалон беше Врчак. Нокаут на почеток и сам не кеше да биде со Авалон. Да би нокаут. Чудна работа. Нокаут Тоше, Ареа, Каролина и може да игра Джамбазов, ако не се лажам. Да би Ареа ствар. Тие беа. Значи они беа, ама ти викам Раде од сите тие, пред некој ден со Бобан правев муавет, уствари летоска, му вика беше најпопуларен од сите и од популарен Тоше. Тој да не веруваш, ама така беше. Има некоја харизма, има страшно радиофонична боја и ти викан мастермајнте. Нема песна што не е хит. Да. И па еве, ти убаво рече, ретко е некој така 3-4 поред да му се заредат и сите Чудо. да фатат. И баш ка рачунај пола крадени. Ако не поиш. Значи, така ве фаќа вас бранот. Така не фаќа и тука ние се решаваме да правиме албум. Ја многу му се љутам на Раде зашто кога го прави Сладкар концерт.
Ја пуни Метрополис, Слаткар е тогаш најако. Со шопинг? Шоп Која стана шопинг, комерцијален. Комерцијален, која стана... Па не станал он комерцијален, он си го возил својот филм само на комерцијален начин. Не, сакам да кажам, пред тој цел албум да излезе, имаш он песни... Така, се вика Ама со скит заедно, заборев како се вика. Урбана димензија? Не Урбана димензија, Чваре и Тони Зен беше. НЛО, тие песни. Ама Урбана димензија беа Чваре, Чиста околина, не, други се Чваре и Тони Зен, да. беа Урбана и Мишо, беа Урбана димензија, па Мишо се Токсикологија тргна. беа овие бе? Токсикологија беа целиот клан. Сите новолисичани. Да, сите од Новолисиче, а Слаткар и Скит беа ќе ни текне покасно. Ово е скит с китара Да. и сладкаристика. Да, ама има бенд. А има, Има еден албум кој се каше Рап Тврдина, кој ја им го продавав од дуќан кај што работев као продавач. Тој ми е првиот, не овој што го мислам. Единствениот. Тој А нивни заеднички Да. зборуваш, не сладкар Скит сам и како Слаткар, заборев како се вика. Единствена опција. Единствена опција, браво. Единствена опција. И он е многу јак, заедно со Тони стана многу јак. Одеднаш. Прво Тони, 2007-2008 па Тони го пукна. повлече Слаткар и Слаткар си стана тоа што е и ден денес. Па сакам да кажам со тој албумот кој излезе оној шопинг со тие Слаткаристика. спотови, да. Имаш неколку интересни балади, значи Он беше првиот рапер кој на милионски вјуз што имаше така. нешто така беше. Не милионски вјуз, него тоа На што немаше YouTube. милионски вјузови, немаше. Тотал сите песни милион вјуз имал на YouTube од 2011. Сигурно, Лупам. појма немам, него гледај, тоа се и Јован знаеше со Кристијан како да направат маркетинг и лажен маркетинг и сето тоа што палеше. Денес ја еве сега ќе ми сијава сега ќе дам 2-3 евра ќе имаме милион гледаност. А има такви шемици, Па да, ќе зборим и за тоа што ние сме најголеми противници, органик е органик, the best. Абе, нема друго. Знаеш на што си, ќе збориме тоа подоцна валјда ако имаме време. И они ја пуни, прави хип-хоп револуција и пуни Метрополис. И јас седам, никогаш не ми било криво, ти сколна му деца. Само ми било предизвик и ми било инспирација. Сикам, бе, Слаткар може, зашто и ние да не можеме? Тоа е тоа. Знаеш, иако луѓето ти ги осеќаш кога има нешто ново, тебе те оставаат. Идат кај новото, што им е интересно, и ти се осеќаш као они биле појаки, да, у моментот биле појаки, факт. Ама ја викам, ќе направиме ние концерти, мене ми се смеат, Андреј неке уплашене, Раде, не, Панчо, мислам дека не е време ово. Не, викам, не, ние ќе направиме, ајде да го направиме албумот, ние направивме албум, ние имавме концерт пуна Метрополис со пола албум јевоте. Имавме некои 18 песни, не ми текнува што имаме накажано, све треба да отворам да видам, али ги има оние хитови. Таму се појавуваат и Connect, ни доаѓаат као гости. Еј, ти заборив, да. Ни доаѓа Раде се појавува, иако тоа што он беше актуелен, ама го имаше и не беше толку вау. Сега ако излезеше на овој албум, на овој концерт, ние ако го најавевме, луѓето ќе збореа дека концертот е ради Раде напунет. И сум на Бог благодарен дека тоа не се случи. Не излезе на сцена? Не. Требаше да дојде, не дојде, дури беше спремен кај неговиот фризер. 15 минути ден денес имам пораката. Ја пред да излеземе на сцена, он ми праќа порака, брат ми заве книгата, бро, книгата готова е, прочитај ако ќе можеш, види, ми праќа, еве ти ја вика и аудиовизуелно. Ја му викам, раде искачаме на концерт, викам за 15 минути за концерт на нашата кариера. Ќе го прочитам кога ќе можам, му викам. Што да му кажам. И се бори он сам со себе, у последно време сите викаат не е добар ваков е таков е, ставајќи ги тие слики. Он си има негој начин на промоција кој мене не ми се свиѓа, ама тоа е Раде, не можеш да му се мешаш на 40 плюс години. Ама у студио истиот тој, у овакво у мајндсетот и у креативноста е. Headspace-от нема драдабен. Исто е добар, освен што стварно е против робство на животинчиња и некои такви работи, да сега за тоа еве ни не ја пуштаме песната зашто ја имам некои замерки околу текстот што не ќам тоа да иде, а имаме страшно добра песна која се вика Вампир во огледало. И ако ќе излезе, мислам дека ќе биде страшен бенгер. Само треба да го решиме. Камбекот што сите го чекам. Да. И од 2025 ако биде секој што треба,
ова јавно го кажувам ексклузивно кај вас дека ќе имаме турнеја со Раде по сите градови. И и концерт завршен у Скопје заеднички. Пошто у Охрид беше чудо да ги видеше луѓе што дојде у Охрид. Све наша генерација. Гледав гледав клипови некој имаше. Гледав кај Лазаров и имаше некој прилог. Овој Зоки мислам Зоки, нешто. Зоки го фати, имаше се гледаше стварно нереално хаос човек. Го префрливме, требаше да биде на базен, го префрливме на плажа. Имаше 1700 плюс луѓе. Тоа е рамно на И концерт. тоа у понеделник. 29 јули, тоа е на роден денот мој беше. Браво. И да би сите чекаат у Скопје, ама Раде треба да извади албум, негде на он вика до средина на јануар ќе излезе, познавајќи го него нема пред пролет. Ама и тоа е добро, па ќе добро видиме. летна промоција што? Види, јас имам тотално друга стратегија, он е аут од све, ја имам друга стратегија, ја не би правил, ја би правил прво концерт у Скопје голем, па сета на друго место. Па би се враќал со албум? Не, албумот излезе, ама концертот треба да биде на у како се вели у Скопје прво. Прво, а друго све што кидаме треба да биде у сали, пример Кавадарци, Битола. Ти сакаш да почнеш со Скопје Да. и после да некаш да завршиш у Скопје. Ако јас идам у Штип правам, Некој од Скопје ќе дое? Не некој, секој, пошто е 30 минути Скопје Штип. И ќе си го Идат на сите што има врска. ќе си го издишеш некако, ќе го издуваш балонот дури да дое пак Скопје. Нормално. Како да некој сега гледам дека ќе стише глупост. Не, сам го разбирам дека има- сваќањето. Веруј ми Ама дека има. ако го направиш по Скопје има најголема хала, како и да ја сведеш, валјда Борис Трајковски, а не Сандански, не знам. Јас немам идам на Борис представа. Трајковски или две Јане Сандански, 100% би сум гледал. Едно од тие две е најголем. Мислиш дека Штипа нема да Скопје да дојде? Види, они ќе дојдат и за ДНК не слушаат, што се вика секој втор ден, Па па да. дојдоа пошто е спектакл некој. Спекуров ми спектакл. Извинете. Нема, не е телевизија. Спектакл, кој ќе речат спектакл бомбастично, ништо не е тоа. Искачаш, имаш друга програма, имаш малце поише трема пошто се 10.000 доени за тебе. И тоа е што да им понудам друго, јеби. Сигурно се соблакам, немам цицки. Тоа да какво им кажам. чувство е, стварно, искачи 10.000 народ. И има ти ја пее песната. Памет цел. Тоа е тоа. Пак се најежив. Види, мене ми беше низ магла, ја ништо не памтам од концерт. Ништо, да. А имаше еден страшен момент струм. кај што онака, не знам, некој пеар искача на Инстаграм од време на Reel, the moment he realized he made it. И почиња да пее, Да. и најнаш цела публика и кјути вака ги гледа како, Да. А види, има тоа е тоа, нема Може да. да треба да направи вашиот човек, имам ја тука, тоа го имам ставено. Пушти ги, Сакаш пушти да му ги ти ставиме- отпосле ќе ги Не, увалува. ево, клипче? Ова е клипот да видите што кога мислиш дека си ти. Ова ти прати му го, после ќе го убациме Да, сајд кај мене и го има концертот цел. Па ова е кај тебе на профил. Да, ова стои, ама го имате цел концерт на YouTube, па може да се Знам, па ја така го гледав, да. Само да слушнем. Да, бе. Ова е строфата само. И само чекај го рефренот да почне, вака се деси на многу. И тоа си ти у транс, не знаеш што се деша. Ја, Епа е го моментот. тоа е. Ето го моментот. When you realize дека you made Дека е it. тоа. Да. Значи може да го ставам ова. Да, слободно. Сигурно ќе ти стигне нешто дека не смеш, али ќе ти дадат одма пруф. За копирајтот одма ќе го препознае Мислам, 100%. страйк нема да добиеш на канал. Знам. Него одма ќе ти го само одобрат, пошто не води сериозна компанија од Србија, така да А мислиш, ако submit review, ќе дое па ќе го одма они апрувнат? само ќе апрув ќе направат и нема гајле. Окей. Што и Златна Бубамара ни праќаат и не знам кој. Да. Они леле не, бе, читете прво, не е страйк, него Не е страйк. Знам, он ти кажува има копирајт и сега ти можеш да си сабмитуваш, да бе. А си бараш као барање, па не сеш ме ти Да бе. Као ревју и они ќе си проверат. И он ти вика дека тоа тебе нема да ти се монетизира, него киде тие Јас. 5 секунди кидат. Да бе. Знаеш, Во Америка менува заради овие големи, валјда тука. па, ето. да, предпоставам, мора тоа А се. тој дел од приказната менаџери компанија се кажа Србија водат. Не, тоа е компанија една за музички платформи. Иначе ова сте си све Да, сами сме, сам сам свој свој букер. газда.
Имаме роуд менеджер кој ни служи како менеджер. Во дадени моменти кои јас сум истоштен да зборам, али генерално со мој амени, со на Андре и со на Лазе. Генерално ќе се знаат цените горе-доле, кои се за каде се. Негде кај што сакаш поштено да ги одбиеш, качуваш цена и Ако прифатат, па да, ако прифатат, окей, ама не сме такви и ни ја ни Андре и многу ретко знаеме не да кажеме и некогаш го јадеме заради тоа. Така да, ама сме па многу другачие, пресакаме да правиме услуга на луѓе кои се почетници, и ако видиш ние имаме можда дуети со најнеафирмирани артисти, пошто сакаме да им дајме кураж, пошто нас никој не ни дал и не сматрале као не знам дингалинг онака без везе. И Вас па Врчак може да ви има дајано. види, Врчак му требал тим. Абе, На секој му треба тим. И Јасно. он сконтал дека ние добро проаѓаме. И имал сенс. Не, он бил едини кој сконтал дали не искористил у моментот, пошто он без нас немаше хитови тогаш. Сите тие песни му го продолжија, да. ако видиш, да бидем, и ја не сум го гледал така, Андреј цело време го збори тоа, ја другаче ја викам фала му на Раде што не е таблирал. И мислам и Андреј е благодарен, ама од друга страна и така, ако не сме биле ние, он немал да има, ќе бил шорт 3 или 4 хита. Зборам навлечен на тебе се за секојаш ќе остане. Тоа е оној Вештици из Србија албум, така беше? Па не е албум, него тој е вториот. Кај што он го Вештици Србија пушти веднаш после Евровизија. Така беше нешто. Така мислам дека е, да. Тие Сигурен. 9-та, 10-та, да. Ме испомнеше со првиот, а тие по перо, тие не се Првиот вториот. албум. Не, А тој од е истиот? првиот албум. Првиот е? По перо се првиот албум. Марсовци напаѓаат. Добро, колку се вкупно албуми? Па не знам, јас све ми се... 2 или 3. Преку сила 3, може и да се 2. Јас све 3 ми се нешто. Нема веќе, ќе провериме после. Да. А вие колку имате? Ја отворив Четири. Spotify, многу ме збунува тоа таму. Албумите, па плейлиста, друга ми дава, па Има most као- played и ми се као- мешаат. Као сингло, имаш 4 албуми, имам 4 си 2000 официјални релиз. Да, 2000, The Best Of, имаме DVD изданија, имаме Кажано е се е првиот, Срце е вториот, третиот е Уште еден ден и четвртиот е 20, овој последниот се. Секој што разбрав ја, вие веќе со издавањето на првиот албум и го фаќате тој прв бранд, имате, се прават концерти и преска спомна, знаеш, едно е да доеш до врвот, ама друго е да се одржуваш сега таму. Вие после првиот веќе сте таму. И ај сега одржување во на што Нешто личи. Не би рекол. Зашто? Ние после првиот концерт немавме повеќе настапи. Немавме ич настапи. Аха, не се смени Ништо не се смени. побарувачка, Да се чудиш. нешто, ај Не сега. се смени. Чудно, а до тогаш, освен ние и Сладкар немаше никој, ајде да кажеш, од поп, R&B, хип-хоп, такви концерти Да големи. прави концерти, да. Нема. И после тоа ние наредна година направивме Unplugged концерт Универзална сала. Кај што беше некој 80% исполнет и тоа ни беше според мене и Андре врвот у кариерата. Се сеќавам, нешто имаше, да. Одличен концерт, страшни музичари, 12 луѓе на сцена. Чекај, И- убав момент. Зошто викаш дека тоа си го сметаш како врв у кариерата? Unplugged концертите се таму нема секој шум грешен се слуша. Од перформанс Од аспект перформанс си го аспект, рачунаш врвот. Нема криење таму? Нема криење, немаш да криеш. Од Тоа ти е од перформанс аспект. перформансот све, не зборам се, ти можеш да фалшираш таму, тоа е природно, ама музички секој тоа е нешто најголемо. Така сваќам, Секој да. артист кога ќе направиш Unplugged концерт ти е многу подругачие и поинтимно и со љубов го спремаш, не дека другиот не, ама не знам како да ти го опишам чувството. Како margin of error е минимал. Треба апсолутен perfection да биде све. Апсолутно. Нема таму утка. И ние го правиме и тој концерт и веќе ние добиваш и тогаш немаш пропс од оние, знаеш, на артисти многу е битно да си етаблиран
и recognize кај твоите колеги. Да добиеш. Знаеш, нас, са некам да именувам, ама некои што свирија со нас бенд, кај што беа у други бендови им правеа проблем. Као, ајбе, свириш ти со ДНК. Пешо. Епа, тоа сам да ти кажам, дека ајбе, тие као фейкери, тие ова, тие она, знаеш. И многу луѓе има проблем со тоа, ама некој остануваше, некој се распадна на тие бендови. И ние од 2011-13 години тераме исклучиво со бенд. Можеш да не видиш на хуманитарен плейбек, не знаеме како да реагираме, не си исти песните, и грешиш. Почнуваш, а не иде тоа, знаеш, што аранжмански ги менуваш тука. Знаеш, друго е лайф инструменти, си ги продужуваш, си ги кратиш. Како сакаш така правиш. Поминува тоа, ние работиме, стануваме полека омилени ликови кај новинарите, што е многу битно, седмата сила е најбитна. И Значи, правиме... после Unplugged, сега више... Не и после Unplugged, после вадење на третиот албум. Третиот албум кажано е уште еден ден. Каде што ние го вадиме албумот и сме такви малери, се караат замп со тогашна влада или не знам со што и се укинува македонска музика, не се пушта 6 месеци. Зашо? Па не се пушта, има некоја кавга заради права авторски ово, она не плаќање у замп, овие крена глас, овие. Не пуштаме македонска, па не може да пуштате, овие не заволе стојко. И македонска музика мрак. Ни по телевизија, ни по радио. Таму тргнува мракот. Да. Па не знам дали од таму, ама... Никад не сум чул вака драстично нам не смее 6 месеци. Не, 6 месеци македонска музика нигде пиле не пееше на македонски. А ние вадиме албум. Што ако пушти некој македонска? Па не пушта, пошто ќе нема дозвола. Радија, телевизии, нема... нема... Замп е скратеница на Сдружение и автори. Права. Не, Замп, знам за Замп, ама... Не, значи има стварно забрана, забрана. Затоа што не издава дозволи. Авторите се љутат, не им се исплаќа како што треба, Замп реагира и вика ако кој пушти музика, ако не платите толку и толку, она нема и сите радио викаат па. А радијата и овие се у сукоп. Да. Место да заштита вас како артисти? Па да, некоја. Не знам точно како беше зашто. Замп вика плаќајте. Така. На секое пуштање, овие викаат да платиме, ама ај не така да платиме, овие ако не плаќате не ви даме. И ако пуштиш, казна. Не знам дали како беше да не грешам душа, дали Замп или овие, ама се деси, како се деси проблем со влада, проблем со Куршлус, нема музика. Кога е ова? 2016, мисля че. И ние го вадиме албумот 2016 и пола година не ни се вртат песните нигде. А ние вадиме албум, сега пак се враќа моден албум, иначе секој се вади сингл по сингл, пошто никој не слуша албуми. Ама сега се враќа полека, уште пред 5-6 месеци, може и година, албумски, сите вадат албуми. И ние вадиме 6 нови песни таму и ги фрлаш у вода. Едноставно, наеднаш бум-бум. Нема везе, ние вадиме спотови, што е тоа и се решаваме 2017 доаѓа 15 години ДНК и ние правиме концерт. Тогаш осетивме многу голема љубов од многу луѓе, од многу публика и од новинарите. Исто ја напунивме. Кор фанови тука се појави. Па, и гледај, не знам кој поп-бенд има кор фанови. Тоа знаат да имаат алтернативци, андерграунд артисти, рапери, рокери, хеви металци поготово. Не верувам дека поп артисти имаат кор. Извини, во случајот на ДНК не би рекол. Во случајот на ДНК ја лично знам луѓе што за себе ќе си кажат јас сум кор фан. Чудно да ми ги кажеш, да ми ги поздравиш и цедиња да добијат од нас. Сваќам што кажуваш, посебно алтернативна цвет. Ја реално поише метал слушам, ама тоа јасно ми е, ама баш у вашиот случај ја би рекол има кор фанови на ДНК. Ти кажав за Керка ми? Не. Керка ми на памет? Да, ми пушти. Ти спомнав која се ама пишавме? знаеш, они се има такви, тоа се Не е Керка ми кор фан, ама ти ако може 7 годишно дете да пее на памет песни и препознава и си пушта.
Знаеш како ја ги гледам корфанови кои може да платат, кои може да си приуштат, кои може да дојдат на концерт. Такви на такви мислам и јас. Вие сте 20 години, рачуни земи некој на 10-11 години, што пораснал со вас, се има 30 плюс. Затоа велам дека ние сме израснале Ки си каже, па 5 генерации, вика како 5 генерации, па една генерација од прва до четврта година ја рачунаме. Така. 5 генерации. Они растеле со нас. Тие 5 генерации сега имаат деца. Имаше на концерт, имам ден денес ја чувам тоа видео. Девојка која е наш фан, а е моја пријателка добра од Струга. Од Прилеп дојдоа со бебе 4 или 6 месечно. На концерт и ми снима, ја ја сеќам така. Она, значи, fucking Прилеп дошле, плетвар го возиле со сопругот, за да дојдат на концерт на fucking ДНК. Као, мене и јас се смеам, као викам, вие сте ненормални, као ја не би отишол. И знаеш, имаме некоја хамбл жичка таква со Андре да не е верно, кога доаѓа допред некој време доаѓа да се сликаат, ние мислиме не дупат, знаеш. Заебаат као. Така сме воспитани, така сме израснати, ние сме израснати на улица. Ја Андре од Дебар до 7 оделение живеел. До 6 оделение од Дебар. Јас сум цел живот израснат на улица. Ме чувале сите освен мајка ми. Да, стварно. И никогаш не сум почнал да се бавам со музика за да ме препознаваат на улица и да ме пуштаат у диско. Сум работел секакви работи, не сум се срамил, ден денес сум сакам да помагам на преби дошол у подкаст кај што нема толку гледаност, кај што е некој нормални дечки кои се ентузијасти, кои имаат добра содржина, него да отидам некој кој е најгледан. Не дека не би отишол и кај што е најгледан, нели? Ама зашто да не дам можности кај некој што почнува? Така. Мене не ми давале, јас не кам да бидам таков, сакам да дам. Ако е до мене, дај Боже ти да имаш милионска гледаност. Уште еден аргумент зашто верувам силно дека имате корфанови. Кај каков друг екстремен пример имам. Значи имам ќерка 7 што слуша ВП. Имам и родители што се над 60 што никад не слушале, ама кога спомнав, ја бе, може изгледа со Панчо ќе снимаме ДНК. ДНК, леле, тие многу донираат. Многу постарите, да. Да, вика, леле, колку добар, како добар придонес кон општеството, вика, единствени, вика, вака, од музичари, од автори, јас само по тоа ги знам. Те хуманитарно ова, те помош ваму, те помош анаму. И за тоа, знаеш, те сваќам што кажаш, ама од моја гледна точка ја не можам да кажам дека немате корфанови. Од 7 годишно дете до 6 и 6 годишен дедо, некој со вистинската вредност ве асоцира. Разбираш? Тоа сега да ти кажам дека како идеше хронолошки и како веќе не препознали некој по тоа, пошто повозрастните поише ме битно. Некои не убиваат од плукање зашто објавуваме што донираме, а секаде го кажувам тоа. Идеме, например, прост пример, доаѓам кај вас, ви треба ова и ова, ја викам, дали сакате да го објавиме, бидејќи ако го објавиме, има луѓе и ние допираме до многу други луѓе кои ќе речат, слушај, може да им дајме овде 200 евро, овде 500 и да ја завршиме побрзо работата, поготово кога се работи за тешки случаи. Многу сме донирале кои луѓе кои не знаат и не келе да бидат јавно експонирани. Fair enough. И не сме овакво објавили. Нема човек на кој не сме му помогнали и на кој не сме му објавили да се заврши работата. Тоа го тврдам најодговор. Многу пати сме биле не исмејувани, него ако помагаш, нели, помагај без да знаат, ја тоа како и да е сум го направил. Ама за него да му се заврши куќата, Панчо и Андреј нема доволно средства да му крене тоа куќа. Тоа ти кажав, или операција на некој у Германија, се ти плаќаш па држе, ја плати се. Да. Дониравме, еве кој може помогне да човек. Тој што сака се за среќа најде да се. И ние затоа работим и тоа не ни интересира и не се замара. Исус го хейтале. Истото го Тереза ја хейтаат, ден денес мочаат онаму. Сваќаш, тој што сака сере ќе сере. Истото го велам, а ние мисијата си ја продолжуваме. Бог да се убие човек. Да. Најискрен, најчист човек бил и да го предадеш ти да го распнеш зашто правил добрина. Јасно ти е се, ние не сме ангели, нема човек кој е ангел. Тоа и секој прави грешки, сакајки или не сакајки на крајот од денот и Бог е тој што суди, нели, карма враќа. Тоа е тоа. До кај довме со хронологија? До 2017 концертот завршува. Ова е 15 години. 15 години завршува.
И ние добиваме одличен респект. Више тука осеќаш дека и тие што сереле и рокери, и не знам, и у Маракана и ово, пошто ја знам често да идам кога сум слободен, многу ретко сум викенд слободен, да кажеме, ако се погоди, мене ми е нова година. Да сакам да искочам ја. И онака дури во Маракана доаѓаат, се сликаат, се зезаат, као, и ја више го сваќам дека не е заебанција. И ја уште се излезен во Маракана као гостин. Да, мене ми е тоа супер кул. И искачам и сакам да искачам, пошто јас сум хомбој, мислам, малски сум, сегде сум цел живот, сум излезен по кафичи, у тренерке сум вака цел живот. Едино кај што мислам дека ми дозволуваат, кај што има некој овакво дрес код, јас идам у тренерки се смеат, као вика, не, ти може. Пошто цел живот сум у тренерки. Да можем и на настапи у тренерки видел. И завршува тоа, доаѓа 2018 тераме со концерти, со настапи, добро прајаат, се дешаваат уште некои хитови, доаѓа COVID, тука е blackout, ние не сме креативни уопште. Што правите у COVID? Јас секој втор ден бев до врв. На крст? Да, максимално, некој 130 пати го искачи водно. Што? И ми беше најубав период, пошто јас сум мислам дека тогаш бев како да кажам дека бев најнепрофесионалниот професионален спортист, аматер. И јас завршив физкултурно и со вежбање, со пазење, со сите салтани. Со сите салтани. Тогаш не толку, не пазев, мислам. Ама битно цел живот пазам, ама да, го идев обавезно. Да, дури еднаш ненормален нешто имав некој стомачен вирус, отидов со стомачен вирус таму и нормално сончаница добив, пошто гледаш дека не можеш. Ослабнато тело. Ја го искачив, у 10 отидов, 2 сати го качував до Барбоно, 2,5. И седнав горе и се смеев сам со себе, викам, како сум ја дебил. Како ли се вратам? Гледај, се вратив, нели полесно. И бев у форма, страшна форма бев. Сега, нешто ти се бавиш со тоа, ама ја и на мои години водно ми беше рекорд саат и 2 минути од полиција до горе. Па тоа е добро, бе. Сега ме ти кажам, за мои години абе за било кои години е супер шо. Значи бев у страшна добра форма и трчав 10-ка комотно. Онака 10 километри. Еднаш ме мрзеше идем на водно, да викам ки трчам 5 километри колку она. Трчам 5 километри, колку шо, се забори. Не знам, знаеш до кај бев, до Влајков мост. И назад до Влаје, па таму ме вратија после. Немам кај да трчам аеродром, вртевка, не знаеш како вртам на страва, овакви, немам кај да трчам. Е пуштен. Сега да. А, тогаш имаше, мислам нешто. На 35 места препреки. Ја трчам, например, знаеш како, од Еквилибриум, кај што живеам сега, трчам до Седмица, стара. Таму искачаш на кеј? Не, се враќам назад, трчам уште еден круг, идам на кај пералните, па идам од кај авиончето, од кај МЗТ, па се враќам кај Еквилибриум, идам до Железничка и се враќам кај Еквилибриум 10 километри. А ти по овакви тротоари се трчам. Не шо ако се симнам доле, не можам до кај идам до телевизија. Ама напред назад бе? Ама досадно ми е. А досадно те. Тоа да. И сега еднаш така трчам, еднаш ќе трчам вака, еднаш до Влаје. Тоа така ние зборевме. Не здрав, врне. Но ја на водно, ја го разгазував. До тука ја низок, само ушите ми се гледат. Или носот, пошто ми е голем. Не, знаеш. Значи ти не осети некој притисок, гледа сега COVID, немаме настапи, немаме ништо. Не. И тоа го викав сегде на 20 години работа да немаш заштедено за не дај Боже за такви денови, би ми било срам да кажам. Немаш трошоци, имаш само за јадење, гардерова не купуваш, немаш кај да искочиш. Реално, да. Јадењето ти се, сметките ти се. Да, ефтин беше лајфстајлот. 500 евра ти е доволно месечно. Да, максимум. Зборам за еве јас имам и 2 деца. Нели? Така. Да, бе. Сметки плаќаш, јадеш не со деца ќе јадат и тоа што ќе колку правиш? можеш да идеш? Ама тоа игам што ќе правиш? Школи не работат. Ништо. Од дома учат цела година кој што се ќе. Нула. Интернет плаќаш тоа. Иначе стварно ти на толку заемано ако беше не си што заштедел. Не за парите, него
спречен си да го правиш тоа што го сакаш. Тоа е заебанцијата Види, повеќе. Никој не е спречен да креира, немаш кај да го И да пласираш. настапува, да, тоа мислам. И имавме некој, нели, онлайн, ние дури правевме онлайн концерт новогодишен for free. Па тие пари ги дониравме. Да? Да, имавме. Нешто стримавте лайв? Имавме лайв, направивме концерт, па направивме одма концерт, седи дома. Да, нешто такво и тоа го снимавме први, имаше на 300.000 гледаност, ко на Вембли да настапува. На Копакабана, извини. И после тоа Седи дома. се осеќав најубаво во живот. Ова не ми веруваат, ама легнувам на време, станат на време. Фит, чиста глава, селекција на луѓе, Да. имаш време, книги, читање. Ја лани не сум прочитал повеќе од 2 книги, најлоша година во историја на мој живот. Ама по настапи А, нема засто, ама па не е така, те разбирам, Види, знам. знаеш Ти за како? личен развој збориш си. Баш, и не е све у пари, не е све у настапи, не е некогаш, гледаш, ја лошо ќе звучи ако кажам некогаш механички го правиме, пошто ние секогаш се даваме 100%, ти кажав, нели пред да почнеме дека ја и болен настапував и ставаш, си го жртвуваш своето здравје за да изиграваш клоун за луѓето кои дошле и да ги направиш, да ги усрекиш. Нема веќе, завршува, кој се дешава тоа што се дешава, ние го издржуваме одлично. Тука веќе 22 доаѓа 20 години. Па да, баш тој беше почеток, пола година ни дава дозвола за да работиме. Да. Да, има некој мај беше, се сеќавам, се трга све. Отворија, Пред летото, отворија, Матер, да. Удри тераме, бригу на Охрид веселе. беше, Катанга, Срби нема, цело Скопје пак таму, настапи сегде, што со ДНК, што со диџеј, а и као диџеј многу исто има настапи. Се дешава ако утре ме нема, песна која е размислувана и пишувана у ковид, и ние ја пуштаме ако утре ме нема 10-11 јуни и го ја најавуваме летната ја најавуваме 20 години турнејата на ДНК низ цела Македонија со финале во како се вика финале во Борис Трајковски. Ја пуштаме ако утре ме нема, што велиш твоите 60 години. Бате, ние стануваме Наум Петрески одеднаш кај возрастниве луѓе. Ти не знаеш цариници, мариници. Леле, песната. Нема македонска софра, ја ти тврдам. Ајде да не претерам 100%, ама 80% да луѓе кои седат така и не ја пуштат ако утре ме нема. Си врати кај мене. Ти тврдам. Да бе, како не. Ненормална работа. И тука, мислам дека тука купивме многу симпатии кај луѓето, кај оние кои никогаш не доживувале као сериозни. као, да кажеме, као така. сериозни. И сега влагаш у категоријата кој што те почитуваат. Волку треба за свич да направиш. Ама и на тие луѓе па може име као еве ги, порасна, Тоа со се зреа, да. или браво, ете. И Да, текнуваат добар момент. Добар после момент. тоа- Сега с другата страна ти ја кажувам, вие сте артисти, го чекате фидбекот, така мислам дека е. Па и е. Реално и вие сте други луѓе, 20 години повозрастни. плюс. Ираш, јас сега не можам да Како не? Децата можам имаат да своји правам. деца сега, не се Така е. децата се родители, И не се затоа ти више. велам, таа песна проаѓа врхунски добро. Многу луѓе се пронаоѓаат, нема кој не може да се пронајде у таа. Доаѓа, пуштаме уште една балада, пуштаме уште еден романија, пуштаме пред. Све така балади, ама све емотивни. Тие другите, ја ден денес таа се вика Милион денови, едно обожавам да ја пеам. Зашто? Не знам, ама многу ја сакам. Знаеш, кога сакаш некоја песна, ме прашаат која песна е за да речам таа, сите ќе речат брате, абе како бе? Да, имаш ова оваа, месече, имаш. Знам, ама мене оваа ми е number one. Овие пак ви се иста екипа Врчак? Не, само нема Врчак. Нема, Раде го нема од 2010. Ај, сори. Од Го нема. пази се од мене, од тие нема. Последната песна е пази од мене. Со него и тука прекинува. Значи овие ако утре ме нема тие како се изработени? Од Тука цела нација 2011. мисли дека е во Америка. Да. Не, сега овие песни Јас и што Лазар ги Цветковски. тоа е тоа, таа Лазар е екипа. вундеркинд. Лазар е еден од најдобрите продуценти. All around, да кажам, прави филмска музика, работи за Netflix, работи за Стварно? Евровизија, Браво. да, работи за сите македонски артисти, ги им помага максимално. Јас секогаш велиме дека ДНК има 3 члена, јас, Андре и Лазе. Лазе у Да. позадина. И секогаш е така и нема отстапки. И ако некој рече, ама знаеш, не можеме ние тројца, пример спонзори, знаеш, ние двајца, извинете, ние не можеме. Значи тука лојалност е до крај.
Да бе. И такви сме ние, изгледа таа генерација сме и тоа сега да го кажам дека денес лојалност нема. И поентата ми е, затоа идевме хронолошки, дека можеш да работиш 25 години ништо да не ти се случи, 26-та може да ти се да наплатиш за сите тие 25 години претходно. И обично така и се случува. Па, ама Господ трасира такви патишта и те тестира на последното скалило, вика, знаеш, ќе се симнам и ти се симнал, не си издржал и тон ти рекол, брат, јас ти давав можност, ама ти не ја искористи. Така почна муабетот. Сам себе повеќе ќе се почитуваш заради патов што сте го изодели. Порно од 20-те за 21-та, него првата и си шо и после. Види, све што е воу, одма паја зашто мисла дека е заслужено. Све што е, и знаеш како... Се што е брз успех, уствари. Така, sensation, нели? Он е сензација музичка или глобална, самиот збор What Hit sensation. Wonder. Колку имало Колку е такви? безброј? Безброј. Ги набројуваш самиот збор сензација, сензационализам, знаеш што значи. Сега може да биде најгледано, залепим еден шамар да видиш како ќе биде најгледана емисија. Одма, па тоа е сензационализам и тоа сакаат луѓе да гледаат. Сега да се испичкараме, да ругаме некој. Ама ние не ќе тоа не, да ама, гледаме. мислам- Ти го истечам ова в рилче. Па не, и така е. Да, се фаќаме, правиме или нешто или намерно или се караме и ти имаш Али така функционираше свет порано. И сега самиот. функционира за жал. И затоа Постои уште тоа? па брат, тоа е секогаш. Еве гледај многу Чека луѓе- онлайн е како сериозно не знам. Да, онлайн. Или има или тоа умре принтед прес, више нема, ретко кој има. Не, брат, гледаш и ти рилови некојаш и медиуми ти сечат, ти вадат работи од контекст. Добро, да, ти од тој концепт збориш. Тоа да. Тоа привлекува. Тоа највише Рекла привлекува. казала хакар, Рекла, хири овој се фатиле не се фат. Еве напиши ти нешто добро. Пример, прост пример. Вадиме песна. Еве и да не смени. Вадиме песна. Ставаш песна, никој не ти ја шерува. Правиш хуманитарно дело, сите го шеруваат. Зашто? Зашто не ми ја шеруваш песната? Тебе не ти зима денат. Сподели ми ја. Ако си ми корфан, ако си ми фан, помогни. Зашто ова подобар Не на клауд? мене, да, не на мене, на луѓе кои им треба. Сподели емисијава. Знаеш како? Многу ретко имаш другари во овој бизнес. И тоа ќе го сватиш кога си на врвот, имаш многу. Кога не си у ситуација, сваќаш кои се вистинските Стално да е тебе. тоа. Не, Да, овој да. бизнес за се е така. Ама е тоа многу лошо. Ние, ја и Андре сме обратни. Кога си ти на врвот, ја не ти требам. Да. Не ми се Тебе. јавуваш и ја тоа го разбирам. И никош нема да се љутам. Кога си доле, они доаѓаат, леле, фала што ме поддржуваш, фала што ме поддржуваш. И ја тоа што им кажам. Те поддржувам и ќе те поддржувам, ама не ти е добро кога си горе, кога ми игнорираш. Тоа е исто со политичари. У најголема рака е со нив. Додека им требаш Ветување браде. ветување, брате, она. Сала Ги ќе нема направи. нигде. Ти има ли некои такви Ти не притисоци? види. Притисоци сме немали, нити може да ни направат притисок. Не може да не ми пишуваат текстови ни едните ни другите. Не ми наоѓаат настапи ни едните ни другите. Односно, не ми ги пунат, знаеш како ми рече, како не ти наоѓаат, те викаат за општински. Океј, ако мислиш дека јас не вредам, не ме викај. Така, ти со тоа што ме викаш, поише Очекуваш маса. ориенс имаш и поише маса Да, бе. на луѓе. И јас знам, било да е, било кој градоначалник, дали е од СДС, од ВМРО, се, нели, тоа е Тие се уствари. двете партии. Тие се двете. Цел живот, ја идам и ги поздравувам, бидејќи не викнале. Без оглед, тоа е човечки. Он мене ме ангажирал, ја немам никаква облигација да го кажам тоа, ама определено ние сме обоени. Бидејќи настапуваме 10-12 години за ВМРО. И ние сме фактички у очите на луѓето ВМРО-вци. Кога дојдоа СДС на власт, нас не зима добри 5-6 години бевме банирани. Ве обележаа како? Да. И можда ја да ќе кажам со право, а од друга страна исто ќе кажам глупо од нив, бидејќи глупотек, бидејќи ако сме ние актуелни, ако не викнеш, ќе ти донесеме само луѓе. И на крајот од денот не даваш пари од джеп, него даваш пари од граѓаните. Ај фала Богу, вие не живеете од тие настапи. Не, Така ама да- се секогаш добре дојдени бидејќи се општински и секогаш се многу поише. Мене ми е жал да земам на некој што плаќа данок, што плаќа лиценци, што плаќа вработени, кири
колку да му земам пари, бе, брат, на тој што собира 300 луѓе, сака да ме викне. Да, овој плаќа од не од джеп Од тебе. Да. И од мене сам, ја имам удел од тоа, и од тебе. И, Си дуе публика што. и имало такви луѓе, ама ние сме обратно им прегледуваме, ни прогледуваме низ прсти, ама може да ме зезнеш еднаш. Ја тоа викам, може еднаш да не зезнеш, после пак ќе си доеш, пошто секој политичар мора да му е јасно дека е ставен од народот и е слуга на народот и на човекот кој го гласал граѓанинот, бидејќи после 4 години Има нека рок се на и траење. 8 рок на траење. Да. И ти, додека си на врвот, мораш да ствараш пријателство. Исто и како вие музичари што ги Исто. избори. Исто, значи, мораш, ако ти немаш почит и респект и додека си голем, се курчиш, дечко ти еден ден ќе паднеш. И така нема да тебе никој 2%, вака пута 2 нема. Ако си бил некој гад. И тоа е вистинска приказна и затоа сме, ја мислам дека се делиме од сите останати. По тоа што сме, ја за себе, можда нескромно звучи, ама се сматрам за добар човек, исто како и Андри, затоа функционираме од аспект на тоа дека сум голем емпат и сакам да помагам. Може да се наљутам и да се изнавикам у моментов, ама ми поминува брзо и пак утре дента пак ќе помогнам да ми се јават. Иако сум рекла, више ништо не правам. Ама и нема да го правиш тоа што го правиш ако не си. И да помагаш на Не. на ноновци, на бегинери. Не можам, знаеш како, тоа се гледа. Се гледа. Ние имаме фонд, секогаш 20% од настапите, 10% од настапите, пошто си имаме, се делат како што се делат парите, земени, има 10% фонд ДНК, 10% фонд хуманитарно. И се си стојат тука. Така бе, да. Кога ќе се соберат доволно пари, рецимо 25, 30, 40 илјади, првата прилика кај што треба, донираш или на 2 места по 20, или ќе отидеш на дечиња, ќе им купиш тетрадки, ќе им купиш пица, Ние осеќаме огромна општествена одговорност, бидејќи ние живееме од парите на луѓето, ни даваат огромен сапорт и јас не можам да не им вратам, не можам само да зимам. Како можам да зимам само? Не можам да зимам. Морам да вратам на некој начин. И нас една награда која многу ни значи, сега добивме оваа година 13 ноемвриска награда, која не ни знаев што значи. Тоа е награда на Скопје. Кога видов Да бе. кој све земал, као викам, what the fuck. И ние седиме со научници, со доктори, со Благоја Чоревски, доаен на нели икона на глумаштвото македонско. И ред други такви, не знам, овој технолог за ово измислил ова. И застануваме вака на сцена, ја Се викаш и ние. Андре вика, ти спори, као и увек. И седам и викам, прво да се благувам, второ викам, не знам со што сме заслужили да бидеме меѓу овие луѓе овде, господа. Знаеш, Јако. ама ете, таму нема врски, таму се не може да ти дадат, како може да ти дадат награда 13 ноември. Луѓе посхумно им доделуваат и Да. многу добро што ние сме го добиле у се уште дека сме у форма. Хумно. Да. Хумусно. Те слушав дека ајде, нема да кажам како тема, зашто многу се зима ментално здравје и такви работи, више досадни се луѓево. Така. Ама ми интересно беше зашто на ти што си го зборил, се идеш на психологот и сонови. Така. Работите. Така. И тоа ми остана многу впечатлен. Како се работи тоа и што е тоа? Денес Зашто не го станува запишав, збор? сонот ме потсети, морам да си го запишам. Па, тоа е... Знам дека не жената треба, не е- сможеш да кажеш не, кој е тоа се. Она не ми дава, ја Така да е раде јасно, дојде, би тама сакал. работа, не ни Она бара. е Јунгов аналитичар. Што е целата приказна, ме интересува. Ако утнам нешто да не ме сватат погрешно, пошто не сум експерт. Па ние уште помалку знаеме. Тоа се внатрешни комплекси, Добро. така ги викаат, не комплекс дека ти имаш пуба Така, мајчка од мојата, тоа исто стално Не, кажа. cluster of energy. Така Од го вика типот на Јунг. го бараме крусијалниот проблем од кај ми потекнува анксиозноста мене. Без лекови, пошто сите лекови ако ги пиеш само ти ја потиснуваат. Тоа те Таа прави нам, анксиозност, онака. не нам, ти нема да бидеш ова, него Не, да. Розови окей, наочари, да речеме. Баш, тоа е правиот збор. све И е сега. кул цело време. Ако ти тоа што сањаш, многу интересно има, и сега ние ги запишуваме, добро, зашто го сањаш сега,
не знам овде човек 40 години, ова го сањаш у старо мало, значи тебе цело време тие проблеми од кај не си одделен, ние у соновите има, ја не знам, некојаш твоите не ти кажуваат, има женава која работиме претпоставува дека јас сум имал близначка која била Со тебе во стомак, со мене во стомак и не била донесена тука. Так. Или можеби имам сестра која имам исто сознанија, татко ми најверојатно бил добар евач и у Братислава. Тогаш на Чехословачка. И може да имам полусестра која не знам дека имам. И јас обработувам некои такви теми за мене непознати, тебе викаш со новиве се глупи, ама кога ќе ги поврземе работите, доаѓаш до многу добри заклучоци. Секој период работам. Например, ја го работев комплексот на татко ми, бидејќи сум израснат без татко. Кога го завршив, кога дојдов на еден момент да сум ја више свој, да се препознам, да ги препознам тие стравови, починува мајка ми која е тло за мене. Починува мајка ми, јас се губам тука максимално. Таман го решаваш ова, се дешава. Да. И тоа ми се А разводнува. она била све и мајка и татко. Све. И сега пак имам тука проблем. Имам други зврчки у глава и го решаваме. Ја ден денес идам, сега бев еднаш месечно идеме сега и ги запишувам соновите и ги праќам. Она ги чита соновите и работиме на тоа. вие заедно на лице место. Да, и на лице место. Да, ај се да прочитаме, зашто? Што би било сега, зашто ја сањаш змијата у стар стан што те каса? Лупам. И сега не е тоа као, нема таму магиски мислења од типот на она, сега направив сообраќајка, сега ќе умрам. Тоа се магиски мислења се вика. Него ние ги анализираме тие работи и доведуваме до заклучок. Да бе, знаеш како има моменти кај што колку години има, колку има, сањаш пример некоја девојка или дечко или било учителка, наставничка, колку наставничката има години, да. А ти кога ти предавала у тоа време? Океј, го работиш татко ти, пошто јас сум бил основно, наставничката има или мајка ти ја работиш, имаш или наставникот 56 години, годините на татко ти си у тоа време и фактички ти сумираш дека ти си те враќа, те шета, значи проблемот е со комплексите за да ги решиш, да се откачиш од тоа, да ги решиш еднаш за секогаш. Така. И фактички тоа така се толкуваат соновите. Колку години ова веќе го работиш? Мене ме препорача таму кога бев у една од најголемите кризи, кога мајка ми седеше до мене, ја да гледам утакмица. Не можев да бидам сам, а рачунуј се бавам со таква професија. Ми го препорача овој психолог Мирко, Бог да опрости, Петровски, кој почина. Мирко Project Fit? Да, Мирко. Мој добар другар и пријател и ми е многу жал што се случи тоа со него. Исто многу зборев и он исто идеше кај овој психолог, прекина долго време и зборевме, јас си ставив товар бидејќи многу пати ме викаше и искрено ми кажа ми треба помош да збориме. Знаеш од онај брат сега утре денес и ми објасни психологот да не си земам на товар бидејќи тама работа се не е до мене. Ама јас сум емпат голем и многу ме повреди. Ми почина двајца луѓе кои биле самураи за мене, кои ми израснале, кои ми давале многу самодоверба и тоа се случи брзо. Ја имав пак страшен период, едно месец дена. Иако знам да го препознам, ама не ти убаво, знаеш. А мора се преживее, јеби како ќе. Па да, ама остава последици, поготоа ако си емотивец и знаеш, многу јако знаеш што значи. Да бе, ама пак ме боли. Пак е срањето. Тоа е, знаеш која што викам. Ти го препознаш, мора да го изживееш, јеби. Морам да кажам не, ама не знам да кажам не. И тука го јадам, ама тако сум скроен и тоа е. Така да тоа е приказната за соновите горе доле. И како рече ствари кога почна? Извини, 2011. Кога искочи имав и паузи, например за чудно беше, ја мислев дека имам огромни панични напади за време на ковидот, нула. Ти ствари најбољи период од мојот живот. Најбољи. Чук, тоа е многу време, бе, 13 години. Да, ама неш Оненов, например, од 2011 да го воведеш како нешто во животот и да го имаш тоа 13 години, а вака
волку што раскажа малце, ама доволно, ми делува како да ти значи, како Да. ти вистински ти помага. Па, знаеш како е? Па, ја викам леко те 5 пари ако знаеш кај да го најдеш. Да. Знаеш, не мора секој Информацијата е $1,000,000. Леко те. не мора да е пилува некоја. Така. Те има заинтригирано и онака и ти да фатиш нешто од Јунг да читаш, Не, дека ја не, последно време нешто Тежок ми фатив од е, него. не Тежок. се правам паметен и За Фройд. тоа те прашам. Да, не. И Фройд почна да го читам, го фрлив на... Не, исчитав една книга. Немам тој вокабулар, не, пола сум на ги проверувам зборовите, не сум толку начитан и паметен, да не се лажем, и ми е тежок. Дури оние... Ама Јунг може да ти е поблизок малце. Знаеш, он е Можда. поемпатско, поинтуитивно е. По-народски сум слушнал тоа, ама викам stay out, некам да се мешам у тоа, дај ми белетристика, дај ми бестселери, сакам да уживам, сакам инспирација да добивам за пишување. Сум ги читал и вторниците со Мори, пример Робин Шарма и некои такви кои зборат на мајчин јазик, ајде да По-современ, кажем. да, поразбор. Добра, плюс си го имаше нели? човеков Јунгов психолог. Имаше уште еден Тој е доктор. Џордан Питерсон што го предава во ова Питерсон Академи. Џордан Питерсон е многу Така он е. под Да. Јунг влијание, да. Да. Они се ја им се дивам, ама подобро е да слушам и прашувам, знаеш како сум ја, ако нешто се ми кажеш некој збор, ја не го знам, не правам она па, не брат, што значи тоа? Да. Подобро да прашам и да научам, него да испаднам зелка на медиум и на Добре. онака кон Не се демек, плашиш да кажеш не знам. да, ами не треба да се плашиш. Јас сакам да учам, мислам дека треба да е тоа мотото на секој човек. Он е просто, но човек учи дека е жив. Само ако сака. Ако сака, да. И така да ретроспективно, ако немате некој друг муавет, хронолошки уствари се враќаме, почнува утре ме нема. Од тука мислам дека после концертот добивме еден одличен фидбек кој наредната година после концертот имавме многу добра сезона 2023. Јубилејниот. Да, после јубилејниот, значи, од 23. јануар таму имавме одлична година со преку 36-7 настани. Се претпоставувам годината. викенди. Секоја недела. Така му Па да. некојаш и Некаде дупли валјда. не, понеделник, среди, празници, некои оф денови. Пример нова година па свириш у вторник негде по понеделник. Да. И седнавме после тоа, прославиме као со бендов, плодна година, супер, дечки фала она, ние сме фамилија исто со бендот. Бубњар, гитарист, пратечи вокал, камерман, видеограф, било што. И Панчо и Андре исто. Ако бу си искорчиш на мојот бубњар, нема концерт. Исто сме, нема тука јас сум звезда, не звезда. Сите сме ни луѓе. Понаше се нормално, ништо не бараме убав третман, људски, као да дојдеш кај мене на гости. Така да не. Бараме, Како што треба. никој не е пијандура, за цел бенд се бара една флаша алкохол, 10 луѓе, некој пие пиво. Тоа не се, генерално не се ни пие ретко, се бара еден оброк. Да има по 2 води кај секој артист. Толку и една соба за пресоблакање. Пошто кога доаѓаат српскиве звезди и другиве, тоа е ваков апартман, онаков. И ја реков, или е вак или не настапуваме од сега. Сите дадоат ме рака и тоа е ставот. Добро, не е ни барање ова што го кажа. Затоа велам. И да не го побараш, ја да сум газда, ки ти дам вода. ама брате, знаеш, од газда нема да го ти да Знаеш чува. како е, знаеш што е чудно, пошто кога договараш цени, и он вика, леле, спушти ми 200-300 евро, она. И ја му викам, гледај, само да ти кажам дека имаш и ручек, и соба. Нема проблем за ручек. Види, нема проблем за ручек. Викаше, тоа е ставка. Некојаш и тие... Па не, 100 до 150 евра, нашите исто сме договорени. 10 души јадете уствари, Не да. сме, стаи по 10 евра оброк, ти е порција, ти е толку. Так. Не сме никој да се курчубе, не сме да јаде козјо сирење, не сме да јаде Така бе. бифтек, не сме да јаде риби, оно, пошто јас им викам, дојдени сме за работа, ако сакате, кажете ми, јас ќе ви платам. Имам најбољи бенд, другарчини сите, они го сакаат ДНК. Некој поише од ние што го сакам. И не ги менјам, сите викаат, сум слушал гласи, ајбе, овој врска нема бацистов, овој не. Брат, имаме најбоља енергија на сцена. Имаме најбоља фамилија, може да ни се пада за кур. Многу луѓе ни позавидуваат и тоа го кажувам онака од срце и стојам позади тоа.
Колку многу вреди фамилија тоа, сме. бе, да имаш. Нема Твојата екипа да е твоја екипа. No price. Ние сме приоритет. Сите тоа го знаат, сите се исплатени до денар. Абе функционираме како фамилија, го кажувам од И да ти се заебе вечерта нешто, си се знаеш дека си се имате вие нешто ќе падне тука, па што сага смешки Што нешто. го грешење има Ќе си секојаш. изребра, Ја да, изфалширам, и Андре ќе изфалшира, ќе заборам. Јас сум глуп, ги читам текстовите ми стојат, имам нотарица. iPad пред мене, закачан. Не ги памтам текстовите, се многу и реално сум фокусиран на шоу, на водење на настапот. Не сум само, Андре има рефрени. У Така е, бе. 70% од песните. Така да, завршува таа година, доаѓа 24-та. Викам, дечки, да знаете, оваа 24-та ќе биде сигурно послава, пошто сме си више досадни сами на себе, сегде не виделе. Брат, ние имаме 30% поише настапи него лани. Тој ќе ти каже зашо досаднеш. Не нормална работа. Ти онака си мислеше као дека ќе биде Тоа е природен тек. Природен тек на работите, една година мораш природно, колку и да се мачиш, ти ако знаеш да форсираш, можеш да набилдаш. Природно. Ја мислам дека оваа година па ќе завршиме, претпоставам може и некоја фамозна бројка со 50 плюс. Јо. Само летото го водиме од крај на мај, летна турнеја до крај на септември. Мај имавме само од крај на мај почињаме, јуни до септември имаме околу 27-8 настапи. Само на таа турнеја. Тоа е многу бе. Значи 27 или 8 настапи. Имам баш. 10 недели максимум. Континуирано имаш, затоа ти викам, вторници, среди, недели. Некојаш има по 3 концерти, односно Вие настапи. сега го живеете врвот, бе, човек. Тоа се да ти кажам. Дека ние сме у најплодните години у Сега си моментов. наплаќате устори за све. Да, не го зборам као на Не мислев на финансиски. да, него- Си го наплатиш успехот, мислев као и тоа го И осеќаш, да си го како се уживаш. третираат, како се однесуваат, Е па тоа. како се понашаат. Значи ние сме го аминот од луѓето, сме го достигнале зенитот сега. И сега само треба да го одржуваш. Ние правиме максимум што можеме да го одржуваме. Максимум сме тука за све што можеме и тоа е тоа. Правиме песни, сега имаме на нова песна. Ако ќе се изненади. Името се вика, да, баш ќе се изненадите. Као сакаме да правиме некои споеви, да внесуваме многу етно-македонски моменти, а да не е фолк. Знаеш, а да ги има, например, да има, не знам, флейта, да има хармоника, да има, пошто сега Джамбо ни беше тука Гушев, а Гушев врв. Са оваа последнава со Наум Петерски, што ни е и со Джамбо Гушев. Се вика живот е брат или народски ајде, ја ајде. видов, Таа ја децата видов. ја обожава. И направивме Живот добар е, брате, маркетинг да. за таа. Баш органски и пројде многу добро. И баш Вие канал. креирате цело време, гледаш? Нема застој. Знаеш како? Ова виш Сила се на менја. кај пети албум ми звучи Да, мене. Бе. Да. Ти кој ќе го достигне некој зенитот, неспоредливо е со жанрови музика, ама мене омилен ми е Здравко Чолич. Јас се заебавам, кога не знаеш шо, пушти Здравко Чолич цел концерт први дел. И нема лоша песна Нема. човекот. После пушти цел концерт други дел и И ти сваќаш дека 3 све сата е знаеш он. Али од Здравко Чолич. тие што се од Чолич песните зенитот што го збориме се до 90 и некоја. Така е. Од 2000-та нааму ја ни една песна дали знамо за Само нема такви артисти големи кои доминирале О, не. цели 30 години. Нема збор, ја го обожавам, Значи, значи. не треба он да овие како се викаше овој што е многу добар босанецов Дино Мерлин. Дино Мерлин. Он Исто ти е е. калибар Здравко Чојлич, така. Тоа мене ми е шо ја ги се легенди. зезам босанскиот Здравко Чојпа и Чолич од Тоа е. Босна мислам од Нема Сараево. песна ја што не ја знам од него. Ако ја не сум го пуштил дома сам, Здравко Чолич, не. Ама на концерт да отидам да ги слушам part 1, part 2. Да, сите. Нема шанси да не знам песна. Нема теорија. Тоа се деси со сега многу голема звезда Александра Пријовиќ. И се сликав и ставивме малце спредачи на направив, ама ништо, тие што ме знаат, иначе све беше културно. Та, зашто Она- напуни 100 загребачки, не се. Сакав да ти кажам, и Охрид преку 20.000 или не знам колку имало стадион Крцал. Брат, сега извади 1000 евра, и ти, и речи ми испе една песна, или не да испеам, пушти ми 3 песни, Која од меѓу нејзе? кој една, ја нема да ти ја погодам, или сега знаеш, пак е 33%. Може на среќа да речам оваа. Пошто другите две ако ги знам, таа ја не знам, значи Да, да, да. Али да ми речеш испеј ми сега една, ја не знам. Она беше у Загреб 2-3 Да. поред, што се
закажува. Да. И сите се Не, чудат да ми зашто, речеш, ама на пример, дете од Теја се Тејровиќ, јас одма ќе ти кажам на Палестина, Израел, Палестина, од заебанција, Израел и Палестина, тоа на. Тоа го знам, не го знам текстот, ама знам дека има постои. Не знам од оваа ниедна. А она неверојатно humble, дури се поздрави, дури кога ме најавиле за сликање, као не рекла, да, чула сам, као да се, да, не глуми. можда лажала, Добро, нема. небитно. Али све окей, вака. Глуми у кул. позитивната смисла, така не е. глуми. Кој е тај? Али јас само ти кажувам, немогуче ми баш од Здравко Чулич, Аца Лукас, Цеца, Карлеуша, Марија Шерифовиќ, не знам, не може да не знаеш песна, зашто на која свадба да отидеш, Пола се или дојдеш и поминуваш наброја покрај дискотека 70%. некоја што пушта фолк и што пеат кавер бендови со фолк, и све знаеш. Така е. И што гледаш што постираат девојки, дечковци, ово, она. Нема, ова не знам, е феномен и Ама зашто никој не знае, а се распродаваат. да, Кој ги купува, викам јас? Нема. Деца ли се, Ја не TikTok знам песни ли за се, не кој знам. зборите. 4 концерта поред продајани у Загреб. Да. Александра Пријовиќ. 20.000, На 80.000. здравје, нека жива Ама и не, здрава. за Не, не, има феноменот, фама, е никој не знае Знам, како. знам, Не знаеме феноменот. песна, ама никој не знае. Кој А знае? 80.000 луѓе се доени, сваѓаш, тоа Тоа е. е феномен. Тој ако се ја да идам у Загреб и Да не има распродам TikTok на профил. 3 сали. Жив ми ако TikTok песни Да нешто не има пошле. некој TikTok 20 милиона профил. Не е само тоа. Не, она има, јас слушнав дека она е била на Лепа Брена сна, па стои после неа голема продукција. Аха. И Пак, поентата нели ги беше, купуваат се враќам од пуштавме со јас, Ајри и Нести во Љубаништа, Шајо правевме, пуштавме малце афро. И се враќам и една другарка која работи со нас како хостеса, и се враќам од Охрид и она вечер кидам на Пријовиќ, му викам на менаџеров што ни е роуд на Денис, му викам брат, дај пушти ми жити све, викам некоја песна да видам. Најпознатата. Како не знаеш, викам со кола му деца, стварно не знам. Зашо би те лажал, што пред вас ајде да глумам сега пред вас, па нели на емисија сум па да глумам. Му викам пушти ми пушта некоја 2005-16, оно одамна е на сцена, не било од сега. Ја го знам името, презимето, песните не ги знам. Ја ни името ни презимето не го знаев. Пријовиќ, Не, слушнал ми промакнал. Небитно. И вози ми, он ми пушта, му викам брат, не ја знам, и таа вика. Не, пушти ги новите. И јас се викам новите. Аха, може да ги знам. Слушам, одлична продукција, одлично се, викам, не ја знам. Ај уште една, ми ја пушти уште едната. Не бе, викам, не ја знам, не сум ја чул. Не може да не знам рефрен. Ја викам, ај до рефрен. И не знам. И феномен, и свака час. И не дозна? Не знам песна, не. Не знам. За идни планови спомна ексклузивно најави 25-та со Раде. Треба да се случи, ја го кажувам и тоа мислам и gazdivе што ме прашувале, тоа е планот дека Да, бе, здравје. Да сме живи, здрави се дај случува. Боже, си Искочи имате на лара. планови, звучат убави планови. Ама ќе те прашав нешто друго вака по long term некако размислуваш на Секогаш. живот, на кариера, на Сегогаш, како ти поготоа на се кариера. движат мислите. Пак на почеток кажав дека за 25 години планираме стварно да има Тоа е дупла одборец. 2027, Тоа е да. 2027. Мене плановите за ДНК, work и business wise мисля до 27. До До 20. тогаш, ако тоа се деси, после ќе видиме што понатаму. Као некоја структура на план имаш и Да, да, желби, да. тоа е Желби одлично. не, него Визија да речеме. Визија и така ги замишлям концертите. Многу ми помогнали тие книги што сум ги читал од Робин Шарма и од ред други такви мотиватори. Модерни филозофи. Ајде, баш тоа На е правилно модерното време. нели? И баш онака си визуализирам, пуни сали, тоа што сакам и мислам дека баш космосот е секогаш настроен кај тебе, кон тебе, само треба да искаш желбата и да си истраен и стварно тоа да го правиш и да го сакаш. Ниедна граница на свет нема. И да не се плашиш од живот. Апсолутно, да не е поголемо од тебе. Обично се желбите и со новите поголеми, ама да сватиш дека све работи за тебе. Така да. Јас сум тоа ми е. онака пријатно и убаво ми е за вас што сум така пријатно изненадан мислејки дека и нели така очекував некој одговор како дека имате стекнато некој статус и слава пред многу време и сега се одржува, ама
дури поубаво ми е сега кога слушнав дека и на некој друг начин вие и сега некако го живеете она, не се избегавам врвот да кажам, оти те ускратува некако тоа. Остај врв, не се ништо не знаеме. Ама си го добивате заслуженото од работата изминативе 20 години. Тоа им го велам стално на младите. Колку и да сакаат да те кочат, колку и да сакаат да те оцрнуваат, среќата никој не може да ти ја земе, изнењата. И тоа што Бог го зацртал за тебе. Ако да си го си ја изјавиш. нашол тука, Ако јас мирно спијам, тоа ако е. ја бројот не сум го сменил 20 години плюс, ако не дужам на никој, ако не правам, ја може нема да ти помогнам, ама нема да ти одмогнам сигурно. Ако ме прашаш сега, брат, дали да го викнам овој твој колега тука, ако јас не живеам добро со него, ти речам, брат, твое мислење е. Така бе. И на крај зашо да не го викнеш? Знаеш, И што е уште поубаво ми звучи на уште поубави работи ви доаѓаат. Имаш визија, имаш план, а знаеш, тоа е 50% завршено. па да, Знаеш, Не. кога има некој човек силна вежба, ова желба Верба, да. и визија, а, некако убаво ми е за вас. види, секој кој да се бави со таа професија, и вие си имате ваши професии, ако не поставиш, ја не знам да живеам ако не поставам овој месец или оваа недела што би работел оваа недела. Да Освен си кој жив и Ја здрав. не запишам и ставам концепт, имам оваа недела ќе правам ова, јас не знам што ја правам со себе. Цели. Макар идам, знаеш, кога немав работа си наоѓам работа. На одмор Стално јас- има работа. Стално има работа, затоа велам, нема работа затоа што не ќе да работа. Така. Има работа, брат, градиш куќа, немам работа, ќе давам цигливе ќе ти ги носам. Така. Ама нешто ќе бидам продуктивен, не знам како е да не бидам продуктивен. Да ден губиш. Да, и не знам како ме трпат екипава на Шршат која оваа година славиме 20 години и онака ги држам за узди и у ред. Знаеш, како викам, бе, ја најстар сум, дај одморете ме. Вика, кај бе тебе старо дртало, не може да те одмори. Вика, ти само реш оплетеш. Верувам силно, изнакажавме разни работи за генерациите чуда, ама ќе се инспирираат. Има, со Жаре ние осеќаме некој убав позитивно бранче, може не е колку што треба да е големо, ама осеќаме некоја убава насока и сигурно мотивирате, инспирирате малце по не знам, по позитивни генерации. Види, фала прво што ми дававте простор, ми беше стварно чест да дојам кај вас. И ве пратам, исто со Перо сме многу добри другари. Сум ве видел, сте ми излегле негде, сте ми поминале низ и гледам дека правите многу поспецифични интервјуа, имате луѓето се тие, ама вие наоѓате да им извадите поразлични работи и треба да продолжите и ви стојам на располагање за што можам да ви помогнам и верувам дека и многу мои колеги други кои би ви интересирале ќе дојдат и реков дека сте и вие инспирација и за мене сте били инспирација, верувам и за други, као што за нас бил Сладкар и ако не бил он, можда никогаш нема да сме направиле концерт. Значи, така верувам дека и ние, кога ми рекоа првото симнување од сцена, мене дочека македонска телевизија, вика ова е нешто што највише се деси, ова е победа ваша, ова е, викам не, ова е победа на сите нас на македонската музика. Не е на нас. Браво. Без нашите колеги, без публиката, без ништо, ние сме никој ништо. Значи, заедничка победа. Јас денес луѓето поише дознале за мене, двајца да дознаете ради вас. Ја може сум кренал гледаност на вашиот профил ради двајци. Тоа е една фузија и помагање и само добра мисла и само така може да обстанеме у оваа говно држава, за жал. Нема друг начин. Така. И фала ти што оваа говно држава, каква таква наша си е. Така е. Сте едни од ретки, да не е единствени, ама што креирате музика и се одржава македонска музика ради вас голем дел има, тој сум убеден. И сте доказ дека консистентност и да го правиш тоа што сакаш си е рецепт за успех без разлика на било што. Така. И Никогаш дај Боже уште поголеми врвови, концерти, Дај Боже. Ќе бидете наследниот Само гости. обавезно. Обавезно ќе се дружиме, ќе дојдеме на емисија со Андре заедно Браво. пред концерт. Да. Ќе се најаве. браво. Ќе снимате од концерт, ќе пуштате, ќе ви Готово. биде драго. Фала ви многу, Фала дечки. ти многу. Фала многу, Панчо, поздрав. Фала ви. Поздрав до вашите Чао екипо. гледачи.
Да ти стана жешко. Исто и Перо не караше, ама можевме клима да отвориме. Сме трпели многу повеќе. Замисли ти да пееш у 3 саат. У јули. Опа.